Добро вечер, недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните близу 2 сати и вие јас имаме право да знаеме вистината. Гледате дека не снаеме во нашето студио, се наоѓаме кај Гоце Трајковски, кум на таткото на Вања Ѓорчевска. Едно ексклузивно интервју, работи кои прв пат се кажуваат пред македонската јавност. Ќе останете со нас 2 сати, ќе го изгледате интервјуто, ќе ви помини во еден здив. Пред да погледнете интервјуто, кликните лайк на оваа емисија, на ова видео, кликните subscribe, за да можете да добиете информација за емисијата во Центар. Додека ова го снимаме, ние имавме некаде околу 99.950 сабскрајбери, што ќе рече дека во моментот кој емитуваме емисија можеби да сме поминали над 100.000. Ви благодарам за довербата овие изминати 20 години. Фала многу, се поклонувам пред таа ваша доверба. Интервју со Гоце Трајковски, топ интервју. Останете со нас. Добро вечер, Гоце Трајковски. Добро вечер. Како сте? Добро ми дојдовте. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Гоце Трајковски, кум на таткото на Вања Ѓорчевска, односно во кумовски врски, старо кумство, како го велите, со таткото на Вања Ѓорчевска. Да, дедото на Саше, со дедо ми беа кумови, татко му на Саше со татко ми и Саше мене ми беше кум на првата свадба. Гоце, значи снеме кај тебе дома? Да. Значи не си во студиото, не сме го сменили студиото во Центар, туку снеме кај тебе дома, бидејќи си во домашен притвор. Да. Зошто си, Гоце, во домашен притвор? За кривично дело палење на кафоле во кисела вода. Значи си запалил кафоле во кисела вода. Ние сме у близината на универзална сала, да не си вежбал палење на универзална сала пред да го направиш тоа во кисела вода, или не си вежбал? Не си вежбал. Случајно ми дојде така. Како случајно? Седиш така, пиеш кафе и викаш ќе Во запалам. ефектна состојба. Имав некои не знам дали смеам да зборам зашто уште трае судскиот процес и Ајде, меко ќе се обидеме да направиме. Зошто на пример баш кафич во кисела вода поврзане нешто со овој наш случај со Вања Ѓорчевска, со Панче Жировски или мислиш на заканите што ги добивав од нив? Да, од прилика. Па не знам дали смеам да зборам. Најубаво да оставиме за некоја друга емисија. Ама све смееш да збориш, Гоце, ти си легенда на скопскиот асфалт, значи така не те Па не, дефинира. добро, Има ли некој од овие академици? Не знам дали смеам да зборам ради судскиот случај. Гоце, има ли некој од овие академици по градов што шетаат, што не ги знаеш? Нема никој. И академици и академички овие што се. Да, во друштво сум имам широк круг на пријатели, и бизнисмени, и директори, и министри, и криминалци, и албанци, и македонци. Од Шевалј во Дубај до Штирио Наков на времето, така нели? Да. До Данчо Шутурков, да дефинирам. Па дури и Шевалј ми се најде, се понуди за истрагава за Вања да бараме. Ке те прашам. Гоце, син на Кираца Трајковска. Да. Долгогодишен втор човек на Фершпет. Една од најголемите компании кои се кажи македонска олигархија, обично се мисли на Фершпет, нели во поново време, Да. на Штерио Наков. Кога се каже влашко лоби, се мисли на Штерио Наков, односно на Фершпет. Кираца Трајковска е втор човек на Фершпет, мозокот на цела операција за приватизација на Фершпет. Член на управен одбор на Агенција за приватизација 93-та, 4-та, 5-та година. Па така викаат дека била мозокот, ама ја како мајка моја не можам да кажам, најбого е. Како Другите луѓе да со се Кираца кажат. Трајковска? Све контролира, све мора да има под контрола. Па дома контролира. Контролира све, командант, така? Да, едно време и во Фершпет. Па и одржавата, чима у Фершпет и одржавата, нели? Преку За Фершпет. држава не знам, ама за дома и за Фершпет едно време контролираше све. Гоце, ај на почеток да поставиме нели рамката. Штерио Наков и Љупчо Палевски Палчо се во некои роднински релации со Кираца Трајковска. Значи не од една страна, туку сопругата на Љупчо Палевски Палчо е втора братучетка на мајка ми. Да, Палчо е зет за втора братучетка, Весна. За Весна, Да, мене ми е тетка. тетка Весна. Само ја немам никогаш видено во животот, ни него, ни како да го нарачам, не знам, Исте психопат, јас така го Палевски. жам да ги кажам. И него и тие другите од тоа мексичкиот картел. четворицата. Сите четворица, ја не ги викам ни партија десна, ништо, туку мексички картел. И све што ќе си кажам во емисијава, си сносам само одговорност за тужби за такви работи. Ако се осети некој увреден или Ама кој навреден, слободно може да ме тужи. Кој смее да тужи тебе, нема Па шанс. не знам, може ќе се Кој смее некој да те тужи? да ме тужат. Ете за кафичот, имам тужба. Ти имаше некој Ќе медиумски. одам, како викаш ти,
на топол оброк 3 пати на ден. Беше ли Гоце на топол оброк? Па бев 20 дена бев. Беше. И како е Гоце? Во Шутка. Па мене да ти кажам поинтересно ми е таму него дома. Шо не избегу Будимпешта, ки си беше господин човек? Не можам, си беше, не сум толку моќен или како Кошевал во Дубај, Груевски. ки ти пееше Драгана Мирковиќ таму, ки ти правеа ке За се мачеше малце. на таква музика не можам да идам зашто нит пијам алкохол и нит се дрогирам, така да Гоце не пиеш веќе, така? не, Си немам пиел? пиено капка алкохол. На времето имам пиено ко млад. Сега ни капка алкохол не знам, сите што ме знаат околу мене знаат дали се дрогирам, Нешто бело дали ти работи? пијам. Ништо, ни бело, ни жуто, ни црно. Комотно може да дојдете крв мокрача да дадам таква работа. Било што. И тие од дискотека Пулс не прават контроли, тука ќе ни прават контроли. Да, добро е, за да докажам, таму зашто. Таму кај што Се треба да нервирам прават, зашто таму кај што треба не тие прави. психопатите од картелот мексички и од партијата десна ги гледам оркестрирано напаѓаат сите на нивните профили да ме дискредитираат како сведок, наркоман бил, коцкар бил, пијаница бил, ваков таков бил. Заради тоа, еве, комотно ќе отидам ако сакате пред вас, ќе дадам мимо крача и крв, било каква дрога ако ми се најде или алкохол во крвта, ќе одговарам, еве, место палчо ќе одам, ќе лежам за затвор до живот. Гоце, ајде да објасним зошто домашен притвор. Кафич во кисела вода и вие сметате дека во тој кафич се собираат овие припадници на партијата или мексиканскиот картел, како што го нарекувате, на Лупчо Палевски Палчо. Па имав закани на Facebook, на Фокус порталот, имаше некој текст, пишам нешто за партијата десна и за Лупчо Палевски, нешто сообщение, демек бившата власт го местела Оливер Спасовски, ова го местела Лупчо Палевски. Ја им напишав одоздола коментар кој фактор е Лупчо Палевски политички во Македонија за да го мести некој. Од еднаш ми стига реплика на коментарот од недвижности Битола профил, Гоце од Доброшане, Прашалник и Смајли. Тоа е селото на мајка ми што потекнува од Куманово. Освен Палчо, ја мислам дека никој друг што сум се дружел, другари, пријатели, не знам што да кажам, никој не го знае селото, значи само не знае таа информација. И ми пишува, внимавај што збориш и како збориш, да не да не пропаднеш во црна дупка негде по патот. Јас се изнервирав тука, малце сум импулсивен за такви работи, му реплицирам нешто, не ми враќа, зимам во инбокс му пишувам, цуење, вреѓање, тоа си кажувам, значи не кријам такви работи, жени, деца, мешање. Човекот што стои позади профилот ја чита пораката, син, и ме блокира. Проаѓа едно 5-6 сати вечерта ми саво еден другар, ми вика, шо преш, викам ништо, викам шетам пешки, вика, можеш, вика, да се уклучиш, вика, лайв на партијата, вика, десна, те зборат. Викам, ајде, и се уклучувам, лайв ги гледам. Кога гледам, тој Зоран Петревски, што им е од партијата за безбедност, поранешен официр ли, што бил во војската ли, во полиција. Од Куманово. Од Куманово. Па за тој вика дека го криел оружјето, тоа, ранецот со оружјето, со моторолите, да. Зоран Петревски. Да, и мислам дека он ги има дадено информациите на Палчо, за кај зградата кај фаќаат камерите од Safe City, кај не фаќа, за да знаат точно кај да се... Зоран Петревски, Глобус го, прекарот му е Глобус, за тој или не? Станува Па, збор. ако сакаш ќе ти пуштам видео, имам кај што ме збори на YouTube, мислам дека е тој, Зоран Петревски Глобус. Добро. Тој на емисија се појавува, така? Да, се појавува на емисија и кажува сега ќе добиеш тужба за вреѓање, за пцуење. Јас се чудам, викам, кај, викам, сум го пцуел човекот, викам, нит сум го вреѓал ништо, после ми текнува дека он стои фактички позади тој профил или некој дивен човек. Зашто ја не сум навредил, не сум пцуел жени, деца или фамилија. Има таму еден Трајчо Петрушев профил, тој ги организира на Facebook. Дечкото е со потекло од Јужна Македонија, не Гевгелија, туку вамо кон Охрид, малце по лево, односно по десно. Има студирано во Холандија, живее Женева или околината на Женева, работи во една светска институција во Женева, фатен е таму во некоја комуникација со свештеници на Руска православна црква и тој е оној што ги праќа парите на Лупчо Палевски кој се наоѓа во Белград. Кој иде во бегство, да има пари за тој ги организира на социјалните мрежи, кој ќе густо ќе го згасни профилот, кога нема да густо ќе дојде тука. Зашо ќе шири таа една руска кривична пријава за тоа и парична казна и
кога го барав профилот ја за да извадам ја да се бранам на суд, кој ќе одам, дека еве они први почнале ми се закануваат. Овој во гранична полиција има работено, бил граничар, па бил подофицер и така натаму и така. Може, ја го гледав на некои слики, мислам дека и му пишав таму објавувале нешто наркоман, пијаница, па за да ме дискредитира. И сега 20 души од нив, тоа е исти, да тие што се собрани. Ја сум рекол, тоа не е партија, тоа е мексички картел. 20 души у партија, од 20 души 19 им се обвинети за убиства, за помагање, за криење докази. Значи, Гоце, вие се изнерверувате или слушате или го гледате подкастот, да, и решавате. Добивам информација дека тој кафич во кисела вода се собира таму и дека еден од партијата денак го држи. Отидов во така состојба, мрзам закан таква работа, отидов го запалив кафичот, после дознав дека не е тој кафич, дека дечкото ни крив ни дужен настрадал. Значи вие го палите кафичот кој е некој пола километар, 1 километар оддалечен од вистинскиот кафич кај што се наоѓа. Ви јават по пола минута дека сте запалиле погрешен кафич и се враќате да го гасите. Се враќам, гасам, да, имам и клипови за тоа како го гасам кафичот, помагам во гасењето. И сакам јавно да му се извинам уште еднаш на газдата на кафичот и ми е жал што претрпеле и финансиска и духовна. Да, и финансиски и духовна, и травми, и жената и детето. Испадна фер. Човекот му објаснив што е работата, како е, дојде на суд, повлече и кривичното гонење го повлече и материјалната штета бараше да не му се ни надокнадува. И го се завршувате на топол оброк 3 пати на ден. Да. И како е тамо? Во шутка во познатата соба од тетовирање филмот B1. Во B1 бевте? Да. Одлично си проведов. Значи вие го правите на 13 на. Можам да му препорачам на Груевски слободно да се заврати ако сака, дека не е страшно ништо. Чим има ваква препорака што се вика со рецензија, со рецензија, со искусено лично, така Груевски ќе го послуша тој се. Гоце, се извинувам, тоа го правите на 13 ноември минатата година. Да. А на 15 ноември вие треба да имате прво сослушување. Да. И почнат одредени муабети, Гоце Трајковски во бегство, им отидено во Србија, им отидено на некои други работи, не може да го најди одбраната, не може да го најди. Не може да ме најде, тоа е точно. Не може да најди никој. Еве го пасошот, како доказ, можеш комотно пред камера да отворите да видите дали сум поминал надвор од држава, освен лани и летото на одмор во Ксангол, што бев недела дена. Ја немам напуштено од државата, да, во бегство бев, не може да ме најдат, ама бев во Скопје, се криев тука. Гоце, видите, ние сме Опен Балкан. Да. И на Опен Балкан прво може со лична карта да се патува, нели? Немам лична карта, само што извадив после 5 дена и изгубив. И изгубивте личната карта. Немам, ова ми единствен документ. И возачка немам извадено 20 години. Вие сигурно Шевал не поминал со пасош на Македонија кога бегал за Дубај, значи не знам тоа. Вие толку големи играчи, ако вие извадиле тамо кавачки, шкалјарски, тука 200 пасоши, вие барем еден сте можеле да набодите. Лажен или не? Па не ми требал за бегање, зашто не сум ни сакал да бегам во моментот, не знам што ме снајде така да бидам во бегство, ми правеше притисок и ова судењево за да сведочам за Вања и заради тој не избегав, сакав да се појавам за да не помисли јавноста дека еве го крифе и он нешто умешан бега ради. Каде се криете? Ако не сте во бегство, ако сте надвор од Македонија? Во Ѓорче Петров. Во Ѓорче Петров. Да, поранешно место на живење и најубаво се знам таму на селбата и сум најсигурен. И кој ве крие во Ѓорче Петров? Другари. Раде Штекли да не ве крие во Ѓорче Петров, нели тој потекнува од Ѓорче Петров? Да, потекнува, меѓутоа живее во Керамидница. Кои се се од Ѓорче Петров? Вака познати академици, академички. Па во Ѓорче Петров тешко да најдеш академици такви луѓе. Ја што би рекол, Ѓорче Петров е фабрика за будали. Ами Груевски од Ѓорче Петров, така да и Ѓорче Петров доминираше. Добро, не се рачуна си има и селен. Гордан Емкуловска од Ѓорче Петров, Илчо Ѓоргиевски од Ѓорче Петров. Што беше на ФФМ, Драги Книга Митковски. Исто од Ѓорче Петров. Исто од Ѓорче Петров. Они се сите на улица на Социјалистичка Зора, живеат на 50 метри згради, кои тука одма се залепени сите. ВМРО време на Груевски, Ѓорче Петров беше најсилна лоби група. Да. Трајко Велјановски исто во Ѓорче живее. Само не живее во близина. И вие значи се криете во Ѓорче Петров. Да. Колку време сте во Ѓорче Петров? Во бегство? Да. 2 месеци и 15 дена. И добро, како може да например да сте 2 месеци и 15 дена,
Има потерница по вас распишано, ве знаат луѓето, сте живееле таму и никој да не ве види. Вие цело време сте соба, шетате, се движите, джогирате ли, вежбате? Шетам, маскиран шетам. Како? Па така, капа, капче, шал, кој ќе видиш луѓе ставаш, мајца да падем збориш на телефон, се криеш. И са ви остана од тогаш и са со капче снимаме. Да, ја немаше ние се предадам, ја ќе си отидев, морав ради Ептен, ради сведочењево, мајка ми рече мораш да се појавиш на сведочењево за Вања, а за ова случај со кафичот ми рече, са не знам дали да употребам вулгарен збор во емисијава, иди, не се кри, иди преде се, си направил белја, нема се криеш како пичка, деме, иди преде се си и одлежи си го тоа што си го направил. Тоа и кажува Кираца Трајковска. Да. И морав да ја послушам, да се предадам. Вие се предавате некаде 20 и кој тамо, 3 јануари? Да, 23 јануари. Во полициска... Чекав да пројде Нова година и Стара Нова година. Да си прославите. Да. Па зашто ми смета многу гласна музика. Се предавате во полициска станица И во Нова година не слушам во мали кели музика Каде? гласно. Во Кисела вода ли По се? кисела вода, се да. предавате? По насилен криминал. Добар ден, добар ден. Колегија што се преви, јас сум излага надвор, вика, јас сум нели Не, легија, се кријам адвокатката дома. ја седев со другари надвор и адвокатката почекав само да дојде. И влезем натре, здраво, вика, јас сум адвокатка на Трајковски Гоце, сака да се предаде, добро, слободно, нека дојде натре, не е проблем, влегов натре, што ќе кажеш, извади од джепови, ме претресува, што ќе кажеш за ова, викам, неќам ништо да зборам и така имав одредено притвор во отсуство, викам, може комотно, викам, да ме несете одново до шутка, неќам да давам никаков исказ, викам, ќе си дадам во обвинителство. Толку беше, ме однесува во комбе, во шутка, топол оброк 3 пати на ден, Колку? 22 или 20 дена, така нешто беше, не памтам. И сега сте дома. Сега сум во домашен притвор, бев на судење, пред некој ден си го признав делото, на 24-ти очекувам пресуда и ќе чекам да ми потврди апелација на излежување. Колку ќе ми остане за излежување. Очекувате, нели, да ве осудат Да, за да, делото? тоа 100%, тако е кривичното дело, од 1 до 10 години. Значи, овие што И биле... не се ни плашам да си го одлежам, зашто тоа што сум си го направил, како вика, стига фактурата за плаќање. Ова што биле 23 дена биле како постдипломски студии, сега значи овие новите Да. ќе бидат како магистратура. Добро, значи Научивме школа. Значи, За друг пат дека не треба да грешиме. чекор по чекор до академик, значи Да. магистар што се вели. Гоце, вашето име се спомнуваше во многу контексти и пред Вања Ѓорчевска. Ајде тоа да ги дефинираме во 1-2 минути, што е вистина, што не е вистина, за да стигнеме до тоа, бидејќи вие всушност во наводници откривате што се случи со Вања. Да. Каква е целата таа конструкција. Имаше не дека пред, сега веќе 10 на години отприлика, ако и плюс минус некоја година ќе ме коригирате, пукање Гоце Трајковски со синот на Зоран Верушевски, Александар Верушевски. Тоа беше во 2006 година. Муабетот врска нема, значи нит го знам човекот Александар Верушевски, нит сум го видел некад во живот, ни па сум имал контакт некаков со него. Ни на телевизија, може еднаш или два пати да го имам видено во телевизија, кога спомиња тогаш нешто во тие криминални кругови за такви глупости и прајање. Може да го имам видено. дека со Нинџа нешто имале некои пресметки и така натаму, после се спомнуваше во Па некој да, контекст. и на суд иде он и он си ги посочи нив, дека со нив имал проблем. Ја му сајави на таткото неговиот Зоран Верушевски, му кажав овде Гоце на Кираца Трајковска синот, сакам да прашам што е работа, што ме спомињаат по не, ми вика сине уживај, вика ние знаеме, вика кој направил, како направил, вика ти немаш никаква одговорност. Отидов за секој случај во полиција да се пријавам, зашто на А1 на вести дава демек сум пребегал ја во Црна Гора преку тајни канали, па демек јас сум продавал дрога, Александар Верушевски ми останал дужен мене, па затоа сум испукал, се пријави полиција, тој полицајот дури ми се смееше на пријавница. Не бе, вика, тоа врска нема вестите, вика, ако треба те бараме, ние вика ќе дојдеме на домашната, са ќе те побараме, вика. Значи, ајде да ви објавува вест дека Да. Гоце Трајковски, поради нерасчистени односи со Александар Верушевски, дрога ненаплатена, го пукал Александар Верушевски и по тајни канали бега во Црна Во Гора. Црна Гора. И што испадна Гоце фейк ньюс? Поднесовме тужба до А1 и велија и против новинарот Горан Момировски. Ги добивме на суд,
Горан Момировски овој што е сега втор човек во администрација на Гордана Силјановска. Да. Или сива еминенција кај Гордана Силјановска. Да, па доаѓаше, плачеше после, кај мајка ми ве молам да не ме тужите, да не ми зимате пари, од тоа живеам, сгрешив и мајка ми, кој мајка, ајде прости му, вика, и она му прости и ја. И се откажавме од Втората приказна Гоце, тоа е нели тема за некоја друга емисија, тоа може со вашата мајка да се сними интервју. Втората приказна е дека заглавувате со многу пари и Кираца мора да ги прода акциите во Фершпет. Втор човек е во Фершпет и ги продава на Сашо Мјалков на Јордан Орце Камчев и со помош на Кираца тие сака да го преземат Фершпет од Штерио Наков. Тој е првиот голем конфликт во македонската олигархија или во структурата на Фершпет или структурата на Влашко лоби. Заглавувате со многу пари, мора да ги продадете акциите да се договорите со Мјалков и со Камчев или тоа не одговара на вистината? Не одговара тоа на вистината, зашто договорот беше да се купат акциите за 7 милиони евра, но они направија некои договори фалс. Таму најбота мајка ми да ти објасни, мајка што знам направија некои фалс договори во 12 сат во недела навечер во Орка Холдинг. По самото тоа што ти доаѓа нотар со книгата, да потпишеш тука во 12 навечер. Во 12 навечер, они нотарите не смеа да извадат книгата од канцеларијата книг. Ти доаѓа во Систина, најгоре на 5-6 кадли, не знам каде, потпишуваат, прават некои фалс договори и ги одзимаат на мајка ми акции. Тоа е дел на случајот Империја. Да. Што се водеше и против. Мајка ви беше дел на тој случај Империја, подоцна испадна дека е жртва во тој случај Империја. Прво ја обвинува дека е умешана, па кога отиде со докази, со документи, испадна дека е главен сведок и оштетен. Со Сашо Мјалков, со Орце Камчев имате некоја комуникација? Какви односи се, добри, лоши? Ја не можам да ги сварам органски, да ти кажам право. Ни двајцата. Ни Сашо, ни Цветан Пелистерка, ни Орце Камчев. Ни Ордан Орце Камчев. Ни Наташа Савова, познатата швалерка на Орце Камчев. Тоа тежок збор сега. Имате некои докази или? Докази, чим сум открил за Палчо, сум нашол за Савова и за Орце, ми е најмал проблем. Бевте и многу погадни работи. Бевте многу знам за нив што има правено, како има правено, ама не за пред јавност. Бевте многу блиски со Наташа Савова. Не мислам Со Наташа Савова еднаш имам контакт. Не памтам точно која година беше, на Вино Фест на плоштад. Не викна мене и уште еден другар да собереме навијачи за на митинг на СДС за Бранко Црвенковски. Може го знаете, командант Коки. Тој вие сте му кум на командант Коки. Да. Го снема командант Коки, нели? Некако што е се и па повлече. После таква местенка полициска се повлече и си има човекот жена, фамилија и го сваќам. Не знам дали тоа беа митинзи или беа оние големи маршеви, тоа е некаде 2010 година. И ја мислам дека беа само што беше пред вратен собрание. Мислам дека тоа беше времето кога Груевски правеше контрапротести. СДС правеше протести, он правеше само што е вратен Бранко Црвенковски, тогаш командант Коки треба да ги организира скопските организации на СДСМ, плюс овие навијачки групи. Вие сте навијач на Ѓорче Петров, на работнички на работничка кошарка во фудбал на Македонија Ѓорче Петров. И требаше дел на тие навијачки групи да ги вклучат у протестите. Да. Ви прават местенка, командант Коки завршува во притвор. Класична местенка, човекот си седи во кафич, му кажав, ми се јави Наташа Савова, зутре да собераме луѓе за на протести. Ми рече помини во кафич, ќе се договориме, те чекам. Ја отидов до Ѓорче само да се пресоблечам. Да се вратам назад, му вртам, гледам не дига телефон. Му вртам пак, не дига телефон. Вртам кај сопругата негова. Ми кажа, не знам, ја мислев дека е со тебе, вика, мене не ми дига телефон. Не помина 10-15 минути, ми се јавува една заедничка другарка моја и на Коки во тоа време, Нора Шакири. Ми кажува, слушнали за Коки? Викам, шо е работата? Вика, го апсија. Викам, зашо го апсија, да ме нападнал полицаец. Во моментот седел со него Виктор Гроздановски или беше што беше нешто во Канал 5. Виктор Грозданов. Да, Виктор Грозданов. Седеле заедно. Кој во моментот приметил некое лице валја од државна безбедност, како седи на друга маса со качки едвака како мене, го гледа упорно. Коки посумњал, му рекол на Виктор, овој дечко што седи сам цело време гледа во мене, Виктор му рекол, ајде уживај, нема никаков проблем. Коки станал, му рекол, ајде сидеме, испратиме до дома. Трнал Коки, живе кај Вицена во Тафталиџе. Значи, Виктор го става на 200 метри пред зградата, Коки продужува сам на кај дома, Виктор му вика да доам до пред зграда, му вика не бе, уживај, вика за 200 метри што ќе ми се деси. Застанува, се паркира, вика, мислам вика, се застанува пред зграда, се паркира,
му излетуваат 2-3 коли Алфи, почнуваат да го тепаат, доаѓаат обични джандари, кажуваат дека кој ќе ги нападнал, нив прв ги удрил. Знаете ли кој сум ја, мене ли ќе ме апсите? И завршува во шутка со дело напад на службено лице. 6 месеци осуден. Гоце, зошто сте љути на Наташа Савова? Мислите дека ви прави одредени медиумски Наташа Савова стои позади сите овие гнасни портали како Јордана Јоци, како Маријан Доказ, ја го викам Пепа Прасе, а Јорданка ја викам Јоци Здив, така ја викаат во незиното друштво. И мислам дека сите гнасоти што се објавуваат против познати бизнисмени, против сите луѓе политичари во тие два портала, дека стои Наташа Савова. И тоа тврдам 100% пред 2 години дека Јордана Ивановска Јоци има земено 20 нешто илјади евра од Наташа Савова. За да напаѓа. И Маријан Доказ исто 30.000 евра му имаат оплатено за учество во стан во Влаја и Орце Камчеви Савова му има дадено кредит од Стопанска банка де Битола за си го плаќа на рати. И приметете ги оркестрирано и мене кога ме напаѓа Јоци, после 3 минути напаѓа и Пепа Прасе. Истите текстови ги пишува. Имаше текст каде е Гоце на Кираца и Кираца да сведочат денес против Палчо, да не избега случајно, пошто вчера имале претрес и биле малку врзани. Сте имале претрес, сте биле врзани, да не го бара пиштолот со кој се направени убиствата. Избегани се во Белград. Ова е текст. Знам, тоа на Доказ го прочитав. Пиштолот... Такви гнасни работи не можам да поверам дека може да ги напише. Бидејќи пиштолот не е најден, нели? Со кој Прво мене пиштол дома не ми барале, туку мене ми бараат тренерки што сум го направил пожарот во Киселово во кафичот. Мајка ми тука седеше, нит била врзана, нит јас сум бил дома па да бидам врзан. Нит пиштол барале, еве слободно полицајците што били на претрес нека кажат. И дека сте биле во бегство, во Белград. Вие на 24 во Белград не сум бил, јас си кажувам јавно. На 20 ноември сте биле во Ѓорче Петров. Во Ѓорче Петров, 2 месеци и 15 дена, само што менјав 2-3 локации. Сте имале ли контакт со пиштолот со кој се убиени? Никако. Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски. Не сум ни го видел пиштолот, нит сум имал контакт, нит па некој контакт со овие, како ги викам ја, психопати од мексичкиот картел десна. Јорданка Ивановска Јоци колешката сме имале коректна и добра соработка. Се извинувам, нели ова што го имате кажано, овие се тешки некои обвинувања. Не, јас си сносам одговорност за све, како она што знае да напише тамо на порталот, незин, па уште нешто поставува, прави првоаголници црвени, идеме глуми инспектор. Мене ми пишува дека јас сум глумен инспектор, ево она нека изгучи, нека ги најде колите. Да, ова со парите, со автомобилот, тоа беше објавено некаде пред 1 или пред 2 години за неа. Лјупчо Палевски Палчо, ако не се лажам, точно тоа го објавуваше дека има земено. Могуче, немам прочитам, не од други извори знам точно дека има земено 20 или 23.000 евра и тогаш има купено мини Купер колат, иначе претходно си се возеше со точаче пони. И објави текст, Кираца како знае, нека си го довлечка синот. И ова е навредливо, мораме да признаеме. Мислам, за дама не се збори Јоци Здив, знаете, не се кажуваат такви работи. Па еве, нека ме тужи слободно, ќе барам вештачење на здиво да направат да видиме дали и мириса или не мириса. Ако не и мириса, ќе исплатам уште тако и мириса, нека ми го плати само на адвокати. Овој конфликт со Доказ, од каде ви е тој конфликт? Со Доказ од овој текст. Претходно стоевме добро, си имаме видено 5-6 пати, доаѓаше ми бараше по 2000-3000 денари тука. После 4-5 години го снема, од нигде никаде отварам, гледам почиња да пишува пиштол барале кај мене, едно, друго, трето. Не можам да го сватам и мислам дека Наташа Савова стои позади овие текстови, зашто гледам и за мене, и за Сокол, другар ми, што беше директор на затворот Шутка. Истите текстови ги објавуваат Доказ, истите Јоци. За мене објавуваат исто Јоци, за 5 минути Доказ објавува. Како велите, 30... А Сокол исто не е во добри односи со Наташа Савова. 30.000 евра. Му даваат кеш пари да уплати учество за станот и после тоа му даваат кредит од Стопанска банка де Битола да си го отплаќа кредитот. И нека објасни, и он нашол да збори пиштол дали барале кај мене. Еве јавно, он како што се обраќа, на исто тако вулгарен начин, ја ќе му одговорам, не бара пиштолот, ги бара гаките од женати
кај мене дома. И нека објасни слободно од кај му се на таков новинар бедник открива паланка 96.000 евра дома што му се најдени во кеш. А од каде му се тие пари? Тие пари се за пола сума знам од каде, за другата сума не можам да потврдам зашто немам информација, иначе 60.000 евра му се дадени од Сашо Мјалков, пратено преку човек од обезбедувањето. Само што ги остаа дома парите, му паѓа, полиција му ги наоѓа. Гоце саќе те скинат по суда и Нека ме скина слободно. ама ако си по притвор па ќе Па тоа не, одговара. да не извадам ја па други докази па да се смеат сите па да не ни скачат од дома уопште. Зашо овој телефон што содржи тука, Има меморија. многу меморија има. И кога зборам со факти зборам и со докази. А слободно кажувам сите нека ме тужат, ќе се видиме на суд. Само после да не испаднат со главата надоле да бидат. Гоце, што се случи? Ноември 2023 година. Еве, после скоро година и пол дена, од сегашна временска дистанца, што се случи, чисто да почнеме, за да можеме да го разјасниме целиот случај. Ви имате една клучна улога во наоѓање на траги поврзување на двата случаи. Ја Палчо не сум го открил, нит па некој од партијата него. Ја бев заслужен за колите откривањето. Случајот почна на 27 ноември. Всушност едната кола, нели, Цитроенот што е. И не, и Цитренот и Кангото ја ги праќам, ги откривам. И Кангото го откривате. Да. Ја во моментот не знам дека со кој ги праќам кај другарот. Кој е донација на Донација партијата? од маж и жена од Исланд. Они наводно работеле за Майлстон. Майлстон е една исландска компанија или фонд кој беше присутен некаде пред 15-20 години тука во Република Македонија. Преку тој фонд беа купени акции во некои фармацутски компании, во некои банки во Република Македонија, земјиште, винари и така натаму и така натаму. Знам дека мажот нешто бил познат спортист порано, мислам во Македонија, па си имат иселено таму и дека го има дадено кошаркар наводно кој не стигнал или одбојкар кој не стигнал до првиот тим на работнички. Не знам точно, само знам дека бил спортист и дека луѓето не си се умешани ништо во случајот со овие психопативе, туку само го има дадено пикапот за се служат за донација на партијата. За партијата за избори. Второто возило е на Панче Жежовски, нели, Цитроенот. Да, Цитроенот. Тоа е многу битно, нели, за целата ова наша приказна. Прво на почетокот, дали мислите дека Лјупчо Палевски Палчо цело време од полицијата има информации од моментот на убиствата, едното и второто, до моментот на бегството, односно и до моментот на извршување на второто убиство, дека полициското возило не е ставено во систем, Да. и дека може со него слободно да се движи низ Скопје. И од поише места имам и од другарот од Safe City и од други началници што сум комуницирал во моментот додека траеше истрагата, дека ја баравме и од инспектори обични, дека мене има многу работи што ме поврзуваат на тоа дека Палчо имал некој шпион во полиција. Некој Прво, или на некој суд, повеќе можеби. Можеби и повеќе. Не може по тек на судење он да не ги знае изјавите на сите сведоци што сме во обвинителството пред време. Како друго, Адвокатот него вели дека бил на разговор кај обвинителката, кој му презентирала одредени докази, Не, он рече- дека имал слоновска меморија и дека ги запишувал, ги памтел и подоцна ги запишувал, значи ги репродуцирал, таму ги знал сите тие информации кои па во обвинителство не сме да му ги дадат изјавите на сведоците, тоа може му ги предочат после како доказ на суд, иначе Второ, со Кишишев е исто проблематично. Како можете двајца сведоци или првиот осомничен и еден од четворицата осомничени за убиствата две, да ги возите во исто комбе, да имат контакт непосреден, Тоа не сме да се дозволи. бидејќи тие се и во одвоени кели, дали во Да. самици или во кели со Не други. сме ни во иста соба Не да сме видат, да чим имат се за исто контакт дока кривишно трае- дело, дока не сме трае да со- идат во иста соба. Да. Никој има спровод од затворот Скопје до суд или до болница било каде, не сме да се возат во исто комбе, нити да имаат контакт некако. Тие оделе и Нити се да враќале. шепнјав на Значи затворот, оделе и што се имаш враќале посадено. во исто комбе, кај што да му го дава писулчето или му го дава. Тоа мислам дека Што ако е вистина, не можам да тврдам дали било вистина дека се возеле двајцата, ама ако се имаат возено стварно кој што кажува Кешишев, тогаш тоа е голем пропуст на затворот. Значи се случуват некаде 22 ноември 20. Уште ова само не ти докажам. Ајде. На суд, кога влагам натре во судница, кажувам што имам да кажувам. Палчо, прво прашање единствено му беше дали
ти и другар ти Сокол имате пишувано на и го прекина судијата. Јас станав, му одговорив, Сокол не ми е другар, Сокол ми е брат и нема што да го споминеш него, а тебе вич да не те интересира што имаме пишувано. Мене ми падна чудно како може да знае Палчо што имаме пишувано ја и Сокол, а алудираше на истото прашање што го имаше поставено претходно на мајка ми на суд, дали ја и Сокол сме збореле дека он бил очув на Вања. Тоа му беше прашањето. А ја и Сокол го имаме тој зборено муабет на Вибер или на WhatsApp, не знам каде, ама не дека сме збореле, ние дека е стварно Палчо, туку викам види какви будали има све и свашта коментираат по Facebook, викам сега испадна ја шитнале за пари, па после бил Палчо очув на Вања. И затоа ми е многу чудно како може, еви да сме били у моментот на слушање, телефон едно друго, како може да дојдат тие информации до Палчо. Дали Палчо И бил... затоа мислам дека има... Дали Лјупчо Палевски Палчо бил очув на Вања Ѓурчевска? Не, одговорно тврдам тоа дека нема А никаква биле ли врска. се познаале ли со мајката? Имале ли комуникација? Нели тоа беше малце сад, нели морам да ви поставам прашањето бидејќи вие ги отворивте, планирав тоа на крај на интервјуто. Јас Зорица не ја познавам. Значи јас со таткото со Саша, Александар Ѓурчевски. да, со кумот се нема видено 15-20 години. Он во меѓувреме си се оженил, си основал фамилија. Јас Зорица не ја познам, Зорица ја видов понеделникот исчезнавања. Ја видов прв пат во вторникот кога отидов кај нив на гости. Сигурно. Тоа се случува 27 ноември понеделник. Тоа е исчезнавањето дента на Вања. Дента на исчезнавањето. Бегството на Лјупчо Палевски е некаде, ако не се лажам, еве ги тука, ноември, 30 ноември. Да, четврток. Значи тоа е четврток. Да. Среда, 29 ноември. Добро. Вие сте прв пат викнати во полициска станица. Неформално. Да. Неофицијално во СВР неформално. Скопје ни покана ништо, туку ме видоа кога правевме муабет со Музафер Карачич инспекторот и со уште двајца тројца други инспектори што беа и таткото и вика гледам ти фаќам многу кликерот. Може ли на само вика да се видиме без татко вика да ми дадеш број. Му кажам слободно еве ти број, викам јави ми се. Јас си отидов на дома, беше нега 6:30 поручек. Дојдов дома, околу 7:30 ми сеава Музафер, вика можеш ли да дојдеш до СВР Скопје. Викам не е проблем, викам ќе дојдам. Отидов одма, што може да ни помогне. Каде е тоа? Каде е СВР Скопје, Гоце? Кај воен базен во аеродром. Значи кај воен базен во аеродром. Да. Тама е СВР Скопје. Да, таму е на еден кат е Сейф Ситито, на вториот кат е СВР Скопје. Тамо викат, значи 29 ноември. Да. Тоа е значи ден пред бегството На Палчо. на Лјупчо Палевски Палчо. Да. Што ве прашува таму полицијата? Прво ме праша за таткото. Не, прво ме праша мене како сум се уклучил у истрагата, колку време го немам видено таткото. Посочив дека го немам видено 15-20 години. Што ти текна да му се јавиш, да му се понудиш за помош, им покажав пораки, мајка ми кај што ми пишува дека дента кој исчезнал Вања, околу 10-10:30 негде, отварам Facebook, прва вест што гледам, исчезна дете во Песталоци. Керка ми моја учи во истото школо и беа и другарки со Вања и со Миња, така на голем одмор знаеа да си се дружат. Ме фати паника и свртев кај керка ми, ама дека на час у моментот и телефонот намален тонот, не ми одговори. И свртев на мајка ми, зашто имаме апликација на мајка ми, уствари, има на телефонот апликација што ја прати исто тоа GPS, да види каде у моментот, ја викам исчезнало дете, викам во Песталоци, викам провери нешто да не е Јована, ми вика не се кирај, Јована на час и толку беше. Проаѓа саат или саат и пол, ми пишува мајка ми пак порака на Вибер, знаеш ли чува детето што исчезна во Песталоци? Викам не. На Саше Ѓорчевски, мене во моментот не ми текнал, викам кој Саше Ѓорчевски? Саше Ѓорчевски вика кумот. Викам што збориш? Вика и ја прво, викам ајде, викам отишла со дечко, викам ќе се врати до после. Околу 4:30-5 поручекта, мајка ми пишува нова порака, јави му се на Саше, понуди му се дали му треба помош. Мајка ми во меѓувреме се слушнала со Зорица, исто и понудила помош. И прво што одговорив на мајка ми, викам се немам слушна до 15 години со човекот, ми е глупо да испадам да му вртам во ваква ситуација, ќе рече овој го немало нигде, сега се да фаќа сеир да фаќа. Тоа помина после во 8 сат, мајка ми пишува порака, му савили на Саша, викам прати ми го бројот, викам не му го ајде, викам чим се запнал толку ќе му пишам порака. Мајка ми го праќа бројот, тоа све презентирав докази, скриншотови, кај ми го дава бројот дека нити имам контакт со Саша, ништо. Му пишувам порака, добро вечер Саше, Гоце на Кераца синот. Мајка ми кажа за ситуацијава, ако ти треба било каква помош,
обрати ми се, мислам дека сат и пол помина, околу 10 сат негде, и одговара: Гоце, фала ти, во полиција сме, кој ќе искочам ќе те барам. Само што искочи, Ме побара. ме побара и ми рече: ќе одам неке дома, уморен сум или не знам што, не знам, главата кај ми е, може ли утре да се најдем од сабајлето. Толку беше за ден. Гоце, целата таа приказна ќе раскажам, ето многу ми е битно 29 ноември, вечерта, како велите, после 16, после 19, после 19, Се замавите ви заборав. после 19 часот, Отидов вие сте во- Музафер Каришик И Дејан Димовски. Дејан Димовски. Да, двајцата во канцеларија, седнуваме, мене ми се јави Кирче, што беше на СВР Скопје началникот. Ми рече: дојди, види со колегите, помогни им колку можеш околу случајот. Влегов, внатре ме прашуваат: дали се знаете, како се знаете, колку се знаете, што ти текна да се јавиш. Но ја прашуват две работи кои ви се сега од сегашна временска дистанца или точка сериозно индикативни. Да. Кои се тие две работи што те прашуваат? Прво ме прашува Љупчо Палевски, што има нешто со власите, едно, друго, трето, праша мајка ти Ѓорчевски, таткото на Зорица, дали има нешто влашко. Викам: ајде, ја не ни посумњам ништо у моментот, и вртам на мајка ми, викам: Значи ја... на 29 ноември. Да, на 29. Тие ве прашуваат за Љупчо Палевски Палчо. Да. Значи Абер нема, тој ја напушта Македонија на 30 ноември, значи Да, еден ден после тоа. после тоа. Значи полицијата веќе на 29 ноември прашува, се распрашува за Палчо. Сега ќе ви кажам уште една работа. И во моментот ја не се разбирам многу за Зоран Ѓорчевски, за Палчо, зашто нит Палчо го имам видел освен еднаш на емисија, а жена му, фактички тетка ми, не сум ја видел никогаш во живот. И на мајка ми ја пуштам на интерфон да им објасни што, како, дали паѓаат нешто роднини. Поправја со инспекторите 5-10 минути. Ништо, фала ти ово, она, после ме уствари ме прашуваат дали пие, дали шмркал, едно За друго, кого? трето, За кумот? За кумот. Добро. И викам: ја колку што знам, не. Знам дека на времето имал проблеми со дрогата, на 21 година, тоа се дрогирал година или две, отишол на лечење по негова иницијатива во Турска и си има излечено, си има вратено тука, си има основано фамилија, си почнал да си Значи работи. во Турција бил на лечење, Да. а не во Лондон како што се пишуваше. Не, во Турција има и тоа само иницијативно си се пријавил, си кажал дома дека има проблем со дрогата и си отишол на лечење. Завршува разговорот тука и ми викаат: не може да искочиме низ вратата од кај што влеговме пешки, вика ќе мора да дојде со нас до паркингот од задната страна на СВР Скопје. Ќе те изнесам, ја вика, со колата до надвор, вика, па после вика ќе си одиш. Викам: добро, не е проблем, се си минјаме доле јас, Дејан Димовски, Музафер Каришич и застануваме пред колата, таман да влеземе, ми се врти Музафер, ми вика: само те прашам нешто, ми вика. Татково, вика, на Вања, вика, чува куче, ми вика. Ја му викам: како куче? Па кангал да не чува, ми вика. Па му викам: јако што знам, Саше живее во зграда, во строг центар на градот до самата црква. Куче кангал е метро на 2 метра. Тако куче да чуваш дома и баш кај комшиите ќе се бунат и за хигиена, за такви работи. Викам: не ми се верува, викам, да чува. Зашо му викам? Па не, мисля, вика, да не чуваат, вика, ко со Палчо, вика, исти кучиња ми вика. И викам: кој Палчо? Вика: Палчо, Љупчо Палевски ми вика. Викам: добро, ево, ништо ме изнесе. После тоа, кога дојде више у неделата, кога се откри дека Љупчо Палевски, он фактички бега во четвртокот на 30. Тој бега на 30. Да, во неделата ја си го враќам филмот дека они уште во средата знаеле дека Љупчо Палевски е Значи, умешан во случајот и го стават да избега. Сад дали има некоја кртица внатре во полицијата? Ако тие на 29-ти, полицијата, Музафер Каришич и Дејан Димовски, ве прашува дали таткото на Вања чува куче кангал, Да. кога вие прашувате какво куче, исто како што чува Палчо, Да. а ако Палчо бега на 30 ноември, значи еден ден после тоа значи дека полицијата знаела за Палчо или се сомневала во Палчо и некој му јавува на Палчо да бега. Може од не биле Македонија. сигурни дека е он убицата, ама за сомневање 1000%. Чим ми поставуваат 5 пати прашање такво исто за во врска со Палчо, значи не се сомневале во него више. Ова прв пат го кажувате. Да. И мислам дека и во видителство го имам кажано ова, ама и сега во емисија го повторам. И за све што сум кажал и кај тебе што кажувам Да, во ова е емисија, сериозно. Да, ова е сериозно, затоа сака инсистирам. комодно може детектор за лаги да донесат да видат кој е во право. Ако сакат ќе се случиме и со инспекторите и со адвокатов на Палчо.
Има една работа која сакам, не мора, може вие не ја знаете таа работа, меѓутоа би сакал тука пред да почнеме за снимките како сте ги нашли, што сте направиле, чисто една работа дефинираме. Се говори дека се 4 луѓе. 3 од партијата Десна, Велибор Манев, Боре Видевски, Кишишев и Љубомир Палевски и Љупчо Палевски Палчо. Да. Петтиот е таткото Александар Ѓорчевски. Меѓутоа има некои сомневања дека мора да биде вклучен и 5-ти човек. Може ли да биде вклучен 5-ти човек? Ова е тука. Мислам тука може да види публиката, може да видите вие, тука е зградата на девојчето, тука е МЦМ, тука нели беше порано познат кафич Нокен клуб. Тука се овие такси служби што се доле, тука е фонтана. Значи тука е фонтана. Можеме и на подруга фотографија тоа да го најме да го направиме. Ако имаш дупликатината да свртам, можете да ја земите таа фотографија, не е проблем, значи имаме во повеќе. Еве го МЦ, значи може да го видат граѓаните. Ова е МЦ. Да. Ова е кафичот МЦ. Дали човек седи тука наголот на МЦМ дента кој е киднапирата Вања Ѓорчевска. Тука кај што е семафорот. Дали седи човек? Овдека седи човек, едно 10 минути може збори на мобилен телефон. Во еден момент пробува да пројде улицата на кај парк, на кај фонтана, застанува на пола улица, се враќа пак назад на тротоарот. Тоа се погаѓа во истиот момент од 7:20 до 7:30 дека трае грабнувањето на Вања. Во еден момент доаѓа, мислам дека беше BMW 5 сива кола, од правец на влада кон МЦМ, го собира човекот, идат право на кај парк и вртат десно. Мене ми падна одма чудно зашто човеков што чека тука да го соберат со кола, проаѓа до пола улица, доаѓа, не продолжува на кај парк, туку се враќа назад и се качува во кола и идат пак десно. Ако сакал и имал намера човекот што стои тука да сврти десно, зашто на камерите се гледа дека доаѓа од кај влада? Зашто не би отишол од кај влада, му е поблиску, туку доаѓа да врти вака цел круг за да се врати назад. Моје мислење е дека тој седи и разговара на мобилен телефон и од 10 минути зборен телефон, 8 минути гледа на кај влезот на Вања. Кај што е грабната Вања Ѓорчевска. Да. Тој е 5-тиот човек, односно 6-тиот човек. Кој е 6-тиот човек? Кој е вклучен? Тоа веројатно истрагата ќе треба да каже, гледате, некој намерно кога да ја промашува истрагата, не велам полицијата, не велам. Значи овој човек или лидерот на мексиканскиот картел, како што вие го дефинирате, очигледно дека имал добро разработен модел. Мене, знаеш што ми падна чудно, што инспекторите не се ангажираат доволно во потрагата, они стварно ги имаше многу на број на терен, над 40-50 души беа на терен, идеа со мене, бараа камери, пола од нив не беа заангажирани. Ја идам барам камери со еден инспектор по мене, вамо однаму, мукам еве ви камери тука, земе оваа камера, земе таа камера. Он сиде си гледа у телефон, не ни гледа камери дали има, едно време мукам ајде му шемо се така, друже, ајде остај вика батали работа, вика денеска дали ми е родена ќерка му, дали него му беше, чекам да дојде 4 сата да ми заврши работно време, вика да си идам дома. Значи пред да дојме до финалето нели на целата ова приказна. 3 сериозни олигархиски или комунистички семејства се вклучени во целата ова работа. Семејството Ѓорчевски, таткото Зоран Ѓорчевски, близок пријател до Трифон Костовски, работи нели како представник на Интеримпекс во Полска, во еден временски период се враќа назад и застанува на чело на Интеримпекс, ако не се лажам. Па имате Ванчо Лазаров, дедо на малата Вања Ѓорчевска, кој е начело на Скопска царина, што е најголемата царина во Република Македонија во време на санкциите. Санкциите се кршат кон Сара Југославија, кога дедото Ванчо Лазаров е начело на Скопска царина. И вие како кум, нели, семејството Кираца Трајковска, односно Трајковски, едно од најмокните семејства во таа структура на влашко лоби. Или на Ферешпет. Значи, 3 многу мокни семејства и Љупчо Палевски Палчо, кој е во некој полуроднински, како да ги дефинираме, преку сопругата односи со Трајковски или со Кираца Трајковска, се знае сопругата на Палчо, втора тужетка на мајка. Да. Се знае со Ванчо Лазаров кој е на царина и има многу шпекулации. Дали Ванчо Лазаров има, дедото на Вања Ѓорчевски, има таен тестамент?
Јас колку што знам, мислам дека нема. Дека имотот во тој таен тестамент е префрлен на внуките и дека ако ги нема внуките, тоаш наследува таткото и наследува мајката. Тоа е се шпекулација, не велам дека се Да, точно. Чисто само да ги поставиме. Чаршиски муавети како што слушнав од луѓе што збореле, Кираца и Гоце го организирале ова, знаеле Вања колку имат и сестрина сметка. Дека такви муавети, луѓе фрустрирани, ќе се скара со жена му, со мажа дома, со деца да ќе ги изнервираат, нема што да прави. Пали Facebook, така си куца порака, ругај, плукај по сите кои што ќе му стигне муавети. И сите да бидат извалкани. Ете, гледам една ментална тамо од Кочани, од кај беше, мајка и татко и вика рентале Вања за пари. На смртен случај на малолетно девојче, какви болесници има, тоа треба интернетот да се забрани во Македонија потхитно. Сите изиграваат инспектори, сите, ако треба на терен, нигде ги нема. Коце, вие немате информација дека дедото на Вања Грчевска, Јас немам таква информација. Нема таен тестамент во кој имотот го... Децава не сум ги знаел, ни Вања, ни Миња, освен мајка ми што ми покаже на слика, кога јас нема Вања, мајка ми прати слика, ќерка ми моја Јована, сликана во Песталоци, во преградка со Вања и со Миња, сестри. Ја ни Зорица сум ја знаел, ни Сте ја прашале ли Кираца во какви релации, дали биле пријателски релации со Ванчо Лазаров во време на санкции, дали имале минати некои односи, дека едната приказна беше што знам дека биле пријателски односи. Дека спојувањето на керката на Ванчо Лазаров и Александар Ѓурчевски, нели? Да. Во брак е со посредство на Кираца Трековска. Тоа е едната приказна, точно или не е точно? Да, тоа е точно. Кога се врати од лечење од Турција. Од Турција, Саше и таткото на Зорица беше моце сумничав, знаеш како е за своје дете, за ќерка, дали ќе се врати пак. Дали е излечен, дали е симнат, Дали е симнат од тие дроги хероин. На хероин беше? Да, ама не на шприц, туку прес како што прочитав на сведочење, дали изгледа шмркал. Хероин не бил до толку ептен зависник на шприц, туку шмркал. Значи не било на крајна фаза. Да, не бил крајна фаза. И се вработува во Фершпет. Да. Александар Ѓурчевски. Се вработува во Фершпет, после тоа во Кометал, па пак се враќа во Фершпет. Мајка ти вели дека бил многу стабилен. Многу вреден и чесен работник. Беше задолжен за трговија, беше задолжен за фришоповите на Фершпет. Можам да кажам дека ни едно пенкалце нема фалено. Кои фришопови? Овие што беа отворени 93-4 година или? Од Фершпет што ги држи, сам не памтам, тогаш бев дете. Што држи некои гранични преми. Значи тоа беше задолжен за фришоповите. Да, знам дека ни едно пенкалце нема фалено од него и дека никој не се пожалил. И педантен и све. Добро, Гуце, погодуваат овие приказни. Како поводот? Бе погодуваат. Дали не погодуваат приказнина? И па како не да погодуваат, никој не му текна од новинарите да се запраша, да каже фала, или што му се дешава на дечко или на таткото, дали може некој да ми се закани, имам керка, жена, сестра, внуци, дали може некој да ми се одмазди од овие. Сите гледаат да си плюкаат по Facebook, да си напишат они што си мислат, да си ги исторат фрустрациите нивни. И еден да не каже фала, да рече се потрудил да бидат трнати од улица овие мексички картел. Вие сте сигурен дека тие се убиците, нели? Јас сум најубаво да си одлучи тоа судот и обвинителството, ама моето мислење е дека се они. И дека немале да застанат тука. И сум многу радосен што сум ги спречил во таа намера, зашто знам дека имале намера да киднапираат уште повеќе луѓе и дека Палчим кажал ни требаат пари за изборите, идат избори. Дури една изјава ме потресе таму во шутка што ја слушнав од командирите, кога прашале, не памтам се дали беше Велибор Манев или Кешишев, му рекле што, како, па ми треба пари, вика, требаше да земам, не знам која сума и тоа смешна, 4-5 евра, така нешто да земам, вика, за свадба да му правам на син ми. Тоа ме фрапираше, ти да убиеш малолетно дете, да му го земеш животот и да идеш да се радуваш со тие пари на свадба на син ти, рачунај каков монстр треба да бидеш. Боце, вие прв ги откривате снимките. Да.
Пред да ве прашам за снимките, тие снимки дел од нив завршуваат кај Срđan Nogo, контраверзен политичар од Белград. Полицијата пушта шпекулации дека Кираца Трајковска, која живее во Белград, вашата мајка, дека таа ги носи или организира да бидат однесени снимките кај Срđan Nogo. Вие мене ми негирате, ми демантирате дека сте немале никакви... Тоа јас одговорно тврдам дека ни јас, ни мајка ми, ни сестра ми не го опознаваме Срđan Nogo, нит сме имале телефонски контакт. Еве, предлагам до обвинителство, до МВР, да дојдат да ни ги земат телефоните, слободно да ни ги вештачат, да видат дали некој од нас имал контакт со Срđan Nogo. Јас Срđan Nogo прв пат го упознав кога емитуваше емисијата за Вања и за Палчо. Два играча. Повторо, не знам, викаат мајка ми. Како ги носеше мајка ми? Мајка ми живее во Белград 5-6 месеци, таму имаме бизниси фамилиарни. И како мајка ми дошла тука у ранец ги ставила снимките и ги однелали, зашо не би можел на Вибер да му ги пратам, например. Ја ако праќам, например, на Вибер, зашо не мора мајка ми да доаѓа да иде да ги пренесу, или ја па на мајка ми да ги пренесам, па мајка ми некој друг. И ко второ, не гледам ништо компрометирачко у тие видеа што ги објави Срđan Nogo, туку Срđan Nogo, кој што го разбрав, јас сака да објави, да си го искаже својот став, дека обвинителството и полицијата избрзале со изјавата. Вие со Срđan Nogo имате... Со мотивот. Вие со Срđan Nogo имате исти став во однос на таткото, или кој ви е кум на првиот брак или на првата свадба, меѓутоа имате драматично различен став околу невиноста на Љупчо Палевски Палчо и екипата на Љупчо Палевски Палчо. Додека во своите видеа Срđan Nogo сака да докаже дека тие се невини, дека полицијата има сгрешено, а дека и таткото исто невин, вие сметате дека таткото е невин, но дека екипата на овој мексикански картел учествувала во целата таа операција. Да, полицијата дека има сгрешено и многу тоа. Јас мислам дека погрешни луѓе на погрешно место беа во полиција на тоа време. Единствен што мислев дека може да го реши тој случај е Оливер Лукаревски, најчесен и најпаметен полицаец, началник што беше на Крим полиција во тоа време. Да му го доделе случајот за Вања и за Палчо, мислам дека ќе беше решен за 2 дена без никаков проблем. Него го избрка од работа со постодагење на Панче Тошковски, ако не се лажам. Па тоа да, сега ќе си има судови, ќе си се докажат кој е во право, дали сегашната гарнитура или бившата. Како снимките завршуваат кај Срđan Nogo, кој вие не сте ги однеле? Можно ли адвокатот да ги има однесено снимките кај Срđan Nogo? Да речеме адвокатот на таткото. На таткото не. Тоа нема шанси, одговорно ти тврдам. Јас мислам дека човек или од обвинителство кртица на Палчо, што му ги има исто дадено изказите на сите сведоци пред време, или човек од полиција му ги има дадено намерно да се објават, за да се компрометираат тие снимки, да не важат како доказ на суд. Кој одлучува Туфекџич да биде адвокат на таткото? Вие сте Фамилијата, таткото и мајката на Саша. Таткото и мајка. Биејќи тој е судија во случај со Сашо Мјалков, 12 години или на затворска казна на Сашо Мјалков, и тој е причина за бегство на Сашо Мјалков, кога нели Мишко Иванов го наоѓа. Да, пред суд доаѓа, демек тука сум ја цело време. Цело време, само бил болен, температура качел и немал кој да му донеси аспирин и парацетамол. Да. Нека ми сагал, ја ќе му однесеш. Ти ќе му однесеш. Како ги спојувате тие две убиства? На Панче Жежовски и на Вања Ѓорчевска? Вака сега. Сега дали сакаш по слики некако да ти можеш и по слики, објаснам, за да свати народов убаво, за да немаат... Прво, значи, се случува Панче Жежовски. Убиство на Панче Жежовски. Да, јас за тоа не ни знаев. До моментот, додека јас нема... Земено е возилото Citroen, со кој е киднапирана, нели? Да, Вања Ѓорчевска, но не е пријавено тоа возило. Пријавено од керката, но не е не е заведено во Safe City. Не е заведено Тоа е најголемиот проблем и затоа мислам дека полицијата е најодговорна за убиството на Вања. Тамо на смена е првиот братучет на сегашниот министар за внатрешни работи. Тој што е сега началник бил командир на смена или како беше. И не е ставено, не е пратено, значи циркуларно писмо до Скопје за да биде ставено Safe City, за да може ако било каде да се види тоа возило, да може да биде алармирано. Керката пријавува полиција дека татко и го нема. Како пријавува што нема едно, друго, трето, кажува дека ја нема и колата Citroen. Прават записник
во полиција во Велес, колата место да стават на Сейф Сити, они ја ставаат слободно, се доаѓа колата преку стар пат, мада сегде има и по стариот пат да возиш кај Дризово има камери стајано од Сейф Сити, на патари на прва кај Петровец има камери од Сейф Сити, автокоманда ако влезеш има камери. Тие поминат по стариот пат тамо и поминат некаде околу хотелот или мотелот Романтик во Велес. Се качуваат нели го заминуваат хотелот, не се погледнати тие видеокамери кај мотелот и во местноста Дупка, кај што е ископана дупка според нивно кажување за повеќе киднапирање, за повеќе луѓе, тамо е закопан Панче Жиревски. Да, јас мислам дека Како вие ги обезбедувате снимките од Панче Жиревски? Сега ќе ви кажам. Значи, прво што правиме со таткото, само дај ми некоја слика ако може да ти објаснам по сликови. Која вака, може и вака. Или како што се гледа влезот. Ова е исто влез, ќе ви најдам ќе најдам и поголем. Еве и тука имате од оваа страна влез, овде за МЦМ што го покажувавме. Да, вака се. Прво што правиме со таткото ми се јавува во вторникот од Сабајле. Вика, куме што преш мукам пред Рамстор. Можеш ли да отидеш вика до Лукоил дирекцијата кај Боњаковец пазарчето вика да ги подигнеш камерите им кажав да ги снимат на USB. Викам добро, како идам пешки од Рамстор кон Боњаковец ми саува уживај, пратив човек друг, ги подигна снимките, дојди пред зградата чекам. Се наоѓаме овде пред зграда, пред самиот влез. Значи тој е влезот во зградата. Мукам што е работата? Сега викај ќе се качиме горе до стан, се качувам горе, во моментот се упознам со Зорица, со братучетката на Зорица и со фамилијата. Да. Седиме горе, правиме момент, викам што е, вика ја снема, викам како ја снема, викам од кај знаете како идела, вика имаме GPS, вика на телефоните, вика и ја и Зорица јавува во секој момент, вика кај се движи. Викам може ли да видам, викам до каде, да? Да, GPS-от, викам кај покажува дека се движела. Ми покажува, значи ова е влезот на зградата кај... Еве го влезот на зградата. Значи, ова е влезот на зградата. Еве го од оваа страна за да може да се види улицата. Ето да. Исто е влезот, ова на е зградата. влезот. Значи една камера има овдека горе. Добро. Таа камера снима само во задната ординација влезот. Него фаќа влезов низ скалите. Точно е усмерена во задната ординација. Овде десно во овој дуќан, тоа е за душец и продавање, внатре има камера стајано скрос од таа страна на дуќанот. Точно ја фаќа влезнава врата на продавницава. Фактички чим ја фаќа влезнава врата, мора да фаќа и скаливи да се види како го мина. Влагаме внатре, се извинувам, викам здраво, за исчезнатото девојче се работи, дали можете да ни помогнете да ни ги дадете камерите. Камерата вика не ни работи, 3 месеци или 4. Вика еве ви документ да се уверите, ни вади лист од некоја агенција, не знам дали беше Никопс или некоја друга, дека стварно е во квар камерата. Други камери тука немаше нигде. Прво што направив, ми текна да идеме по мапата како што покажува дека идела Вања. Искачам на... Ова е на Наумовски Борче, улицата, така? Ова е на Наумовски Борче, еве ви улицата. Еве го влезот на зградата. На зградата. Покажува GPS-от од Вања дека се движела на кај Синдикат кафичот, па на кај Кружен тек, па искача на Ленинова кај Кала кафичот и кај Правда кафичот врти десно на Партизанска. Прва камера, Еве ги. Едната и втората. Наумовски Борче. Ова е улицата што излага кај Синдикат. Што имате таму? Што излага кај Синдикат? Синдикат е таму на ќошот овде. Така е. Се продолжува право. Еве ова улица се продолжува право. Тука е кружниот тек. Десно се врти кон Министерство за култура. Да. Тука по кружниот тек по кружниот тек се излага. Кружниот тек се искача покрај кафичот, не знам како се викаше тој, па искачаш на Ленинова, кај Кала кафичот, па вртиш десно Правда кафичот, па на Партизанска. Ова улица Наумовски Борче всушност ги спојува Илинденска со партизански одреди и завршува тамо позади Кала кафичот, односно кај што живее Мирка Велиновска. Сега вака да ви објаснам. Првата камера што ја бараме, тука има фризерски салон. Влагаме внатре со татко, со Саше. Газдарицата беше на смена Вале и викам здраво, ние сме тие и тие, дали ќе можеш да ни помогнеш да ни дадеш камерите, она рече без никаков проблем. Чим се работи за дете, вика еве ја имам работа, вика еве ви го телефонот, слободно гледате си ги камерите колку сакате. Гледаме камерите, викам те молам пушти ми ги, викам од 7:15 до 7:30, зашто знаеме дека искочена Вања од дома 7:22 минути. Викам, пушти ми ги камерите од 7:15 до 7:30.
И ги пушта камерите, гледаме. Не поминува нигде Вања. Викам, добро. Саше иде сам во синдикат кафичот, пријател мој газдата, му га вака, ми јас нема керка ми, дали може вика да ми ги дадеш камерите, човекот одма се согласи, чим се работи за дете, вика доаѓа зима и вика одма. Јас идам, продужувам право, има една менувачница пред да стигнеш кај кружниот тек, еве на таа слика. Тука е менувачницата. Да. Ево дека од лева страна. Овде значи синдикат завршил нели, овде тука продолжил. Синдикат завршил, овде имаше некои дуќани порано са се кафичи, порано продава бодибилдинг. Тука има кафична ќошево. Овде има бодибилдинг некои справи продава на времето и така. Тука има менувачница, да. Добро. Ја поминувам пешки, снимам по улицава, по рутата кај што идела Вања и гледам камери лево десно кај има. Ја гледам менувачница дека има многу јака камера, јака резолуција. Влагам внатре во менувачницата, газдата, секоја му чест, одма ме услужи кафе, сок, повели, вика, што треба, викам сум девојчето исчезнато, викам сум, со таткото сме кумови, викам, ако може, викам, да ми ги покаже снимките. Викам, не е проблем. Влагам внатре, седнам со него, од таа страна на пултот, ги пушта камерите, не помина ни 30 секунди, влага двајца инспектори, покажуваат значки, се представува дека се полицајци. Здраво, полиција сме, може ли вика да ни пуштите камерите? Да, вика, еве го и слободно, вика и комашинот, вика тука на таткото, вика седнете. И они седнуваат на столче, на две столчиња, со газдата, јас седам потпрем позади нив на 10 сантими со грбот. Пушта, мука, полицајци му викаат, пушти камерите, вика, у 7:15. Пушта газда у 7:15. Ја гледам нешто не ми е логично на снимка. Децата кога идат у школа, 7:10, 7:15, више надвор разденето. Да. Ја му викам, шефе, малце викам, не е логично, викам, ова што гледате. Куме, ти не се мешај ми, вика. Седи си позади и уживај ми, вика. Ја му викам, и ги оставам да гледат уште 2-3 минути, гледат, нема ништо, ни кола, ни човек прода. Му викам, луѓе, кои идат луѓе децава на работа у школа, 7:10, 7:15, више е разденето. Вие гледате, викам, не гледате на камерава дека ви е темница, викам. И газдата му текна во тој момент, вика, леле, заборев да ви кажам, камерите ми се 2 сати понапред. Значи, место во 7 сат, кој што гледа они, гледало 5:15. 5:15 се гледани, да. Ги врати во нормално време, значи ги однесе фактички во 9 и нешто камерите, за да гледаме од 7:15, да. Во моментот поминува едно девојче, исто како Вања облечено скроз, иста јакна, иста боја, исто све, исто ранец, само на ранецот на Вања или се на девојче, не знам како беше, на едното имаше, мислам дека на Вања беше кругче конверс, а на ова девојче имаше правоаголник некој. Јас се возбудив во моментот радосен дека сме ја пронашле. Да. И зимам телефонот да снимам од екранот, од менувачницата, од газдата, за да му пратам на татко, за да видиме дали е Вања. Ми се врти едното полицајецот, не смееш да снимаш, викам на татко да пратам да видиме дали она. Абе не смееш да снимаш, ми вика, ајде, вика, искочи надвор. Викам, добро, ајде, ќе искочам надвор. Се вратив назад, кај таткото, пак се качив горе во станот и му викам, слушај, викам, иди до менувачницата, побарај ги камерите, викам, имаат многу јака резолуција, чиста слика, мислам дека може да завршат работа. Се враќа Саше после некое време, влага во менувачницата, газдата му вика, камерите ги зема од МВР, вика, и ми ги избриша снимките. Толку беше, се врати во станот назад и ми вика, да седнеме, вика, да ги анализираме другиве камери. Зошто он во меѓувреме, кога иде да ги земе од синдикат, да, ги гледам и од синдикат камерите, Вања нигде поминува. Се гледа само тоа девојчето што мислевме дека е кај менувачницата, дека е истата. Истата. Да, ама не е он. Значи немате никај фризерката. Ја нема никај фризерката, никај синдикат, никај менувачницата. Имаше слично девојче, ама не беше она. Продолжуваме, напред идеме. Саше, вика, ги имам снимките од Лукойл на Партизанска, значи тоа ти е пред Боњаковец пазарчето. Значи кружниот тек. Да. Па кафичот Круг. Да. Се поминува. Покрај самиот кафич Круг проаѓаш. Од кај Мечос пицерија. Кала, тука. Да. Десно, кај правна кафичот на Чошето и вртиш десно. Тама е на првата Партизанска Зеј. Одите значи на 50 метри, тука е 50 метри во самата зграда што е Жито Лукс имаше и пред пазарчето Боњаковец. Да, пред пазарчето Боњаковец. Тука има камера во самиот влез, го снима и влезот и ја снима цела Партизанска. Зашто Лукойл ви е битна? Тука сигналот на Да, покажува телефонот на GPS дека се движела по истата рута
и продужил од Лукойл право покрај Силбо и го снимува овде во моја близина, карши точно моја улица, во близина на фитнес хаус е искршен телефонот и фрлен. Значи фитнес хаус искршен и фрлен. Да. Значи Телефонот. тоа е маршрутата на девојче. Тука го губи сигналот. Сега они кажа на судење дека е искршен телефонот и фрлен во близина на Она снимка кај што се слуша гласот на таткото, како и коментира да. снимените материјали или видеата добиени од менувачницата или видеата добиени од Тоа фризерката слушнав или сега од синдикат. во емисија дали кај вас беше прошлата мене, недела, да. дали или кај Ландов, беше на подкаст, го слушам адвокатот, не знае што збори. Јас сум ги снимал родителите, дома што правеле, како правеле, тој муабет нема, значи допирна точка нема со вистината. Дека тоа е во спална соба. Да, сега ќе ти објаснам. Единствено нешто што го имам јас направено, кога искочив од СВР Скопје вечерта кога бев, ми спомна за Палчо. 29-ти. Да, ме заболи Музафер Каришич, инспекторот, дали може да отидам докај Саша дома, односно дека и сестра му и мајка му во станот, што живеат позади соборна црква одно. Викам, зашо, што е работата? Бе, вика да влезеш, малце, вика да раздеш, вика да не поплакари по вециња, вика скриено, вика девојчето. Викам, добро, не е проблем, чим во интерес на истрагата. Викам, ќе отидам, чим се да работи за дете, имам керка, знам како е. Викам, не е проблем. Отидов, пред зградата само што стигнав, зашто не сум бил никош на гости. Таму нит влезов, не знам каде, се јавам на Оле, сестрата на Саша. Викам, можеш ли да се симнеш малце, викам, доле до пред зграда, викам, имам еден мобет со тебе. Вика, одма се симнем гоца, што е работата, така испотресен. Викам, не, ништо ти кажам, се симна, доли кажам, слушај вака и вака. Викам, бе во полиција ме терат, викам, да влезам кај вас дома, да снимам вецето, плакари, да не ја криете Вања. Жената се зачуди, вика, што е ова, вика, од кај вакви мобети? Викам, не знам, така ми рекоа, викам, гоце, слободно качи се, има мајка болна горе, вика, слободно качи се, ама, вика, вчера беа, вика, 2 пати по 10 души влегува, вика, дома, претресува цел стан, вика, ништо не најдоа. По моментот му вртам на Музафер, му кажам, Музафер, викам, джабе ме праќаш да идам кај луѓето, вчера 10 пати влегле, викам, не 10 пати, 2 пати влегле, викам, по 10 души луѓе, инспектори проверувале, викам, и соби, едно и друго и трето. Па ја не сум знаел од кој одел се тие. Они не имале комуникација една група со друга инспектори меѓу себе, зашто биле донесени за испомош од различни сектори. Гоцен, овие видеоматеријали од Велес. Само да ти докажам на снимката, извини. Снимката, ја не сум го снимал со Шејон, точно, ги гледавме снимките цело време во спалната соба. Таа снимка е, значи ја и он гледаме негде до 2 до 3 поручек, ги гледаме снимките од Лукойл у моментот. Гледаме колата дека покрај Правда кафичот иде, поминува покрај сам Лукойл, од една стопира колата. Третата лента му е празна кај што вози колата, не продолжува право, туку прикочува, се враќа у рикверц, а првата и втората лента што се фактички измеѓу до жардинјерите се пуни со коли, а трета лента му е празна. Мене ми падна чудно зашто трета лента му е празна, а не продолжува напред. Од една се враќа во рикверц. Кое возило? Цитроенот. Цитроенот. Да, се враќа во рикверц и се приклучува позади другиве коли што чекаат на семафор. Мене одма ми падна сумња, викам, татко, викам, ова многу ми е сумња, трета лента, викам, цела празна, не продолжува право човекот, значи тука немаш више да вртиш ни лево ни десно ни нигде, освен кај силу. Викам, продолжува право колава, и од една се враќа назад, ова како некој да му диктира на телефон, случи со трета лента, врати се позади коливе да не биде сумњи, вози позади мене. Тоа веќе кога имате откриено. Да. Каде прво е барате Вања? Сега ќе ви кажам, значи од кој ги проверивме сите камери, синдикат, Лукойл, фризерницата, ја немаше нигде. Ми текна, викам, чим не е тука, викам, ајде ќе отидеме по паркингот на кај Боемска улица. Викам, да не отиде на таму. Влагаме во првата кафана во Чардак. Ги знам некој од газдите, ги праша, викам, може ли да ми дадете камери, викам, да видиме, викам, за исчезнатово девојче, дали е поминато тука. Вика, другар, камерите, вика, не ни фаќаат до надвор, вика, лан имаше грабеж, вика, на некоја жена на Ташна, вика, дојде од полиција, исто не ги бара камерите, вика, не смееме да снимаме на улицата, вика, забрането е со закон, вика, само не снимаме во кафаната. Викам, добро. Трнав на кај Шпајс кафаната на крај на Боемска улица, кога стигнав таму, имаше еден конобар надвор, му викам, шефе, може ли да ги земеме, викам, камерите од Шпајс, викам, да видиме за исчезнатово девојче Вања, викам, дали е помината. Вика, беа инспектори, вика, од Сабајле, вика, одма, вика, ги проверуваа камерите, вика, девојчето го нема, не е поминато, вика, тука сигурно. Зошто го барате у градски парк? После тоа, од кога сваќам дека више нема кај да иде,
ги проверуваме камерите кај хотел Сити, мислам дека се вика кај Маџо. Да, хотел Пред си- самата калдарна. Значи, ај вака се да може публиката да види. Ова е значи зградата Да, кај што ова е кај што влезот. кај што овде значи живеат Да. они на трети Тука кат. на трети, На овде трети кажи, кат. да. Тие живеат овде на трети. Да. Овде не, значи еве овде на трети кат, ќе инсертираме ние после. Овде тука доле е влезот за Ова е, боемска ова е куќа една тука има залепена во залепена. зградата. Така. Ја проверивме таа куќа газдата да не има случајно повлечено. Тука е земено. влезот во Боемска улица. Да, тука е влезот во Боемска улица. Тука е ова перална. Перална, на па автомобили. иде Сити хотел, Ова е мислам дека Сити Сити. хотел, Сити парк што се Да. или Маџо 2. Или Маџо 2, Маџо да. 2 да го Да. наречеме. И тука почнува калдармата кај што е Ван Гог кафичот, Да, кафичот. и влезот во општина центар, Центар, тука доле. да, А точно. овде е матично кај што Да. се Значи венчавките. проверуваме кафаните. Не иде тука. Не иде по ова мислам дека беше Орце Николов, така беше. Ова е на Умновски Борче. Да, точно. Кај синдикати Орце Николов. Не иде ни по на Умновски Борче. Ги проверуваме камерите од Сити не иде ни таму. од Сав. Ни таму Овде, не. овде кај МЦМ кај што седи човек. Има ли таму камери? Има од Сейф Ситито. Мене ми текна, му вртам на еден инспектор во моментот, не е истиот човек што е од Сейф Ситито, му вртам на инспектор, му кажам слушај, ги прегледавме, викам сите снимки, не ми е логично, викам девојчиот нигде да го нема, викам а на GPS-от покажува дека иде по таа и таа рута. Викам проверивме сите три улици, и на Умнумовски Борче, и Значи, Боемска и Значи тука има камери некаде. да, мислам дека тука се вака. Тука се некаде. Да, овдека негде се Таа камерите. камера не ја фаќа, не го Не. фаќа влезот? Не. Што фаќа таа камера? Таа камера, едната фаќа на кај Золошка фактички на така. Значи десно, десно, скоро према да, град цела Скопје, Илинденска, према град према Скопје. град Скопје, другата фаќа на кај Влада. Значи лево. Да, третата камера не фаќа од тука, значи до после Боемска улица. Ни влезот на Боемска улица не го фаќа. Значи 30% од паркингот го фаќа натаму. Инспекторот му викам, можеш ли да провериш, вика ги проверивме сите камери, вика Значи, не иде, вика ни на кај Боемска, вика не иде Таа натака. камера. Значи или тие камери што треба директно тука да може да снимат, не снимат, снимат десно, снимат Да. лево, но не снимат тука. Не снима во влезот. Мислам дека ни лево ствари не снима. Тука негде негде од вака овој правец фаќа камерата вака. Значи, Значи тука едно 50 метри не Нема. фаќаат камерите нигде. Во се. Викам ние ги проверувавме личните. Можеш ли да ми ги провериш, викам од Може Сейф ли- Сити, викам камерите да видиш да не отида на во парк, да не отида на Килинденска или на Золошка. Може ли тој да знае дека овој дел не се снима? Дека со никаде, затоа ја паркират колата тука. Да. Може ли да знае? Може ли некој да Па го ја најавено? мислам дека сигурно знае, мислам дека едниот од сведоците што беше, са не знам, не памтам дали беше тој Зоран Петровски од Куманово или некој друг од сведоците се представил дека бил Експерт. експерт, демек за безбедност и работел порано во безбеден град. Под безбеден град спаѓа Сейф Сити. И они мислам дека ги знаат точно која камера кај фаќа. И затоа е одбрано тоа место за да се земе Вања. Иначе кој нормален човек би земал девојче во строг центар на градот кај што луѓе идат на работа Тие паркира тука. Да. Значи, подно тука доле паркира. во 6:45 точно Си доаѓаат. треба. Сега не знам дали е точно тука, не можеме да ги видиме, ние на камера нив не ги гледаме. Значи ние тие тргат од Чаир, нели како што се вели, па Да. покрај Влада, влага ту, иначе доаѓаат Влагат, па кај Влада вртат лево, кај бензинската Мак Петрол Да, вртат десно, десно. по Орце Николов, стигаат кај Шпајс кафаната, вртат десно по Калдармата, покрај Ван Гог и доаѓаат на паркингот покрај Сити хотел, па доаѓаат на паркингов кај Вања пред влез. и тука паркираат. Да, во 6:43 минути или во 6:45 точно. Лупчо Доаѓаат. Палевски Палчо претходно со кангото поминува пред нив и заминува. Да, сега ќе ти кажам. Тоа ништо више, ние у моментот не знаевме ништо. На човекот кој му самом инспектор му кажа, можеш ли ми ги провериш камерите, вика нема ни на кај Линденска, ни преминува и Линденска на кај парк. Едно време мислевме да не детска љубов, да не раскинала тинеџери со дечкото па да отиде во парк во Езерца да направи некоја глупост. Да не се удави. Да, да не се удави. Проверуваме не во никој од тие трите правци. Значи, Ми падна чудно што барате да видите дали не е удавена, прво Да. барате да видите дали не е удавена во некој од езерцата во Во, парк, да, во да не езерцата во раскинала парк. со дечко, да не во... Да, тинеџерска љубов. Тинеџерска не знам љубов. што може да им падне на памет. Кога сваќаме дека ја нема, значи ни на Илинденска, ни помина, ни на кај Влада, ни на кај Линденска, мукам на Сашо, викам, многу ми е чудна работа, викам, девојче, не може, викам, да го снема. Викам, дај да провериме, викам, доле во подрумите. Самиот влез, кога влагаш во зградата, овие се првите скали, ја отвараш влезната врата, имаш лево 10 скали, се качваш и лево ти е лифтот.
како што почињаат тие другите скали во внатрешниот дел, имаш решетка и врата за во подрум. Тие доле во подрумот има канцеларија, подрум 20 квадрати, гласат на УПА Enterprise фирмата. Овде им беше седиштето, овде беа канцелариите на Лјупчо Палевски Палчо, овде горе. Негде горе, Значи, да, овде од горе. Мавети тој им слушам, Значи, но мислам дека ги има продадено тие. Да, Видиковец канцеларии му беа, тука му беше канцеларијата, тука беа што му беа главни за проектирање, за лифтови, за така натаму. Да. За така натаму, че е чисто на Влагаме доле во подрумот, вратата заклучена, на Саша му викам да проверим, викам да искршам ли вратата, вика не, срамота. Во моментот имаше инспектори тука, се вртеа цело време, тоа не можам да кажам, под 40-50 души имаше цело време на терен. Викам што да правиме, викам вратава, викам да искршам ли. Ми вика не, вика побарете го газдата. Се уваме, тоа под стечајот идено све, стечајниот управник утре заутре, ајде со некакво молење, го натеравме, дојде човекот, отвори, не беше ни внатре. Проверувавме да не е паднат од другата страна зградата, па да не е под лифтот. Овде има едни подземни простори, позади колава фактички на сликава доле. Па тоа едно тесно вака се бута, викам ај тука да не отида, негде се скрила да плаче нешто, баре, не може да најдеш. Едно време ни текна, викам да не ја повлекол некој од станариве во самата зграда, да има повлечено мањак некој. Па задзвоневме на 3-4 стана, ни отворија луѓе, вика влезете слободно, комодно проверете. Зграда на времето имаше и страшно, не знам дали се уште ми страшно гранит. Да, имаше и Горица Попов, колешката Горица Попов, која продаде куќата на водно, мислам дека на Дарко Панчев, ако не се лажам, ја продадоле некој познат македонец. Можно, за тоа не сум Керка на Благо Попов, што беше премиер на Македонија во комунизмот. Значи овде ова беше елитна и Ванчо Лазаров, елитна зграда, овде најскапи станови. Да. Во Скопје. И сега Бабата, например, на Вања, сизоно бабата на Вања Груч, така вела дека зградата е купена, станот во таа зграда е купен, од таа ги продала акциите во Скопски. Акциите во Алкалоид ли беше или Реплика, не знам каде точно знам, од мајка ми мовете. Доминика, да. Да, Доминика Лазарова, нели? Да. Сега вака, значи го откриваме дека нигде ја нема по вие улици да се движи, ни по Илинденска натака, ни на почнуваме, пак се враќаме кај фризерката. Викам, може ли не да ги снимиш камерите, викам на USB да не ги даеш. Вика, ја не се разбирам, вика, Гоце, вика, од снимање, вика, сега ќе го викнам човекот што ми е заложен за камери, вика, ќе ви ги сними. Дојде човекот културен, да ги сними на USB стикче. И таа е значи овде. Фризерницата е овде некаде. Да. Мислам дека поназад. Тука у кола. Кај колата ќе што. Кај колата позади лево, да. Овде мислам дека ова здруженијето Па да, здружение на како му доаѓа тоа, сега да не ги навредам. На геј популација. Да, на геј популација, имаат камера на трети спрат, ама не им работеше. Не им работеше. Ништо не работи, нели. Ајде да не судат, да не тужат. Кога влеговме кај да не обвинуваат. Кога влеговме, значи кај газдарицата од фризерскиот салон, мислам дека на оваа слика се гледа побо. Подобро се гледа? Да. Еве го тука е негде, еве го фризерскиот салон. Добро. Кога влеговме и викам, може ли додека ги снимаш, викам, може ли да го видам, викам, ушеднаш, викам, телефонот, викам, снимките, може. Пушти ми, викам, 7:15. Гледам, викам, ова чим го нема девојче пешки, викам, ова мора да е со кола. Да. Севам кај другар од Сейф Сити, викам, брат, дај помагајте, викам, нешто, викам, не е могуче девојче го нема. Гоце, вика, кога ти се верува, вика, цело МВР се чуди, вика, девојче кога да е со хеликоптер, вика, земено, вика. Не могуче, вика, нигде го нема, вика. И текнува мене, викам, пушти камерите, гледаме пак, мене ми текнува, мукам на Саше, кога искочи Зорицо дома испаничена, кога ти се јави она дека Вања не е стигната на школа, вика, чекај, вика, и сега ќе прашам, не сум сигурен. И сава на Зорица, вика, колку искочи дома, од дома ти вика 7:38 минути, вика. Зорица излеа дома, да. Тој ден 7:38. Да. Од кога иселуваат учителките од школот, кои кажува дека Вања не е стигната на школа, Зорица истрчува испаничено, од зградата. Да, искача. Трча на сред улица, тука негде, пред самиот фризерски салон, трча во црна јакна, телефонот кој што трча испаничена, го става телефонот во заден джеп. Викам, добро, значи чим ја има Зорица, значи во реално време си за камерите, и тоа е денот, значи ништо не е сгрешено, мора да ги видам, викам, сега колите. Почиња една кола, поминува една жена со жолта кола некоја, правам скриншот. Проаѓа друга жена со маж со црвена кола, правам скриншот. Сите возеа 50-60 на сат. Проаѓа комбе, бело едно за леп разнесување. Проаѓа комбето, скриншот. Проаѓаат некои дечиња
тука се мотка, трча со телефоните лево десно со ранчиње во школа идем. Сега не знаеш кој е како, ама ние за секој случај правиме скриншотови со таткото. Проаѓа кангото. Скриншот правам. Кангото прво проаѓа, значи. Кангото прво проаѓа. Кај што е Лјупчо Палевски. Да, Лјупчо Палевски. Ја во моментот не го гледаме на слики, само го гледаме кангото. Лицето не се гледа внатре. Проаѓа кангото. После 5 минути проаѓа уште една кола и одеднаш сите возеа со иста брзина, 50-60, одеднаш се појавува Цитроенот, вози. Ама вози 10 на саат, замаглени прозорите и од позади многу чуреше од ауспухот зашто под саух работеше, се гледа дека е тази запалена колата. Они како ја чекале фактички Вања, 20-30 минути, им била изгасена колата и додека загрее ладно време под саух. Букам на татково. Се гледали на видеата, се гледали од каде доаѓа? Доаѓаат од паркингот, така? Не се гледа ништо. Камерата што е од фризерницата фаќа до тука. Колата ние ја гледаме само како проаѓа полицава. Ама од Safe City-то се гледа дека колата не влага од други од Илинденска нава. Значи се претпоставува дека од Не се претпоставува, туку сигурно е влезена од кај паркингот. Од кај Ван Гог позади, од Ван Гог преку калдрмата до паркингот ја чекале, земале Вања и навак. Да. И викам на татко, викам Цитроенот, Саша, викам, е многу сумњи, викам, дојде да го видиш. Саша доаѓа, ја гледа снимката, гоце кај го најде Цитроенот, вика, Вања нема шанси да ти влезе, вика, оваква кола. Викам, не знам, мене, викам, ми е многу сумњива колата. Вика, добро, праќам скриншоти од Цитроенот. Ништо, моментот се качуваме горе, гледаме други снимки, некои вамо намо, праќам кај другарот од сите снимки. Во моментот немам контакт со никој од инспекторите. Праќам снимките кај другарот од Safe City, проаѓа негде околу 2 сати, ја бев во моментот пред Правда, кафичот, да видам и таму камерите, ми сеава, вика, кај ја најде, вика, снимка, вика, од Цитроенов, ти си ненормален. Ја мислев дека ќе го каже истиот мобет кој татко, демек Вања нема шанси да ти се каче, кај ја најде ваква кола од пред 50 години. Викам, зашто? Вика, колава не исчезна Велешанец, вика, од пред 3 дена ми вика. Викам, не знам, викам, како ви исчезна Велешанец. Отвори на Google, вика, напиши Панче Жежевски, вика, ќе видиш. Ја во моментот како спуштам телефон, отварам Google, пишувам Панче Жежевски исчезнат Велешанец, ми искача статија објавена дека исчезнат и на сред статија колата од Цитроенот под дрво паркирана, објавена на Пазар 3 како се продава со регистрација. Викам, ова не е нормално, викам, како могуче од Велеш човек исчезнат, после 3 дена баш да се појави моментот кога е Вања исчезнат од дома. Прво што ми падна на памет, не, мајка ми се во моментот од Белград, ми кажа, што направивте, како имали нешто ново, заангажирате се повише, викам, викам, има една сумњива кола, не исчезнат Велешанец, викам, јас сумњам, викам, дека он педофил, дека има излажено некако преку лажен профил на Facebook, за да ја собере. Мајка ми, спуштаме телефон, она, со тоа незиното вртење во Велес по роднини. Мајка ти е со потекло, мајка ви е со потекло од Велес. Баба ми фактички на мајка ми, мајка е од Велес. Родена во Велес. Да. И врти кај роднини во Велес, да се распраша кој е овој Панче Жежовски, дали е могуче да е педофил, зашто мене прво ми падна дека е педофил. Дека можел така да Да, Бог да му прости душата, и јас сум сгрешил, го крививме човекот ни крив ни дужен. Мајка ми како збори со братучет ми мој, фактички со незен внук, вика, го видов, вика, на бензинска, вика, беше пред 4 дена, вика, кај нас. Мајка ми го праша што човек е, каков човек е, ваков, онаков. Тој е на бензинска на Лукойл или на Мак Петрол, пошто... На Лукойл. На Лукойл. На Лукойл. Значи, да. Оној високиот, што се гледа на снимката, на видеоматеријалот, кај Срđan Nogo, нели, позади колата. Да, сега не знам дали е... Тоа е, значи, да, тоа е, мислам, снимката тама, не знам дали он точно на снимката. И не ќе да го кажам, од едноставна причина кој е дечкото, зашто не испадна Музафер Каричич фер, кога му кажував дека братучет ми има снимка од Велес од бензинската и дека може да ни ја даде, он ми рече слободно, ја му гарантирам, вика, нема да го избркат од работа, не се кирај, само ние ќе знаеме. Братучет ми вика, па нека земат од ЦВР Велес и така вика земаја. Му викам, Каричич, зашто не ја земете, викам, од ЦВР Велес снимката, вика, ќе ни треба многу време, вика, додека стигне, вика, по службен пат, вика, се работи за интерес за дете, вика, затоа ни треба побрзо. Викам, добро, му саумно братучет, му викам, ја ти гарантирам, пратија снимката. Се праќа снимката, анализираат, се гледаат прво сведочење во суд, он кажува на Гоце братучет од Велес ни ја прати снимката. После сакаат да има народов добро во полицијата. Значи, вие така
ги наоѓате, ги обезбедувате снимките и од Велес. Да. Што е она приказна дека на 2 бензински пумпи полни гориво Панче Жижовски дента или еден ден пред да биде нели екзекутиран, дека на едната снимка се гледа човек. Се претпоставува дека дел од овие што киднапери во возилото. Ама не се гледа убаво на камерата за не се гледа. Се претпоставува дека може да е Кешишев, меѓутоа не се гледа убаво на Кешишев, се звено дека не се гледа добро на возилото, дека се врти да не биде виден, да не биде. Да, во еден момент кога му доаѓа пумпашот до него, он ја врти главата на Кешишев и мислам дека му беше тоа спуштено напред ретробранското стакло за да не го фаќаат камерите. Па вечерта мислам дека е земен Панче и дека е убиен. И они утредната трнуваат, фактички од 23 го биваат Панче или 22, со моторолите, со моторолите кога прават тестови, влагаат, пробуваат одма како го затрупуваат, го биваат Панче, како го затрупуваат. И на 24 пробуваат да направат прво киднапирање. Прво киднапирање. Значи, тогаш на 24 иделе двете сестри во школа, и Миња и Вања. Ако е осомничен таткото, дека издал дека ќе оди Вања сама во школа, како тогаш не им издал во што му паѓа вторник или среда дека ќе одат двете сестри на школа. Значи они планирали двете сестри да ги земат. Затоа не ми планирали ли двете сестри да ги земат? Нели Срđan Ногов во она своја анализа вели дека првично било планирано двете сестри да бидат земени. Според планот не можам да им го знам, само моje убедување, мислам дека ова психопативе дека на суд лажат дека не знаеле дека треба се земе девојче, туку постара жена, мислам дека сака за да 24 е петок, 24 ноември 2023, а 27 е понеделник. Значи тие се обидуваат во петок. Во петок, тоа е нели постои еден работен ден од таа недела. Не успеат во петок, го прават во понеделник. Сега видите тука има една нели дилема, тоа е самитот на Опсева Македонија. Дел од анализите или дел од шпекулациите вела дека е направено намерно за да се направи проблем во Македонија, дека се дестабилизира држава. Да се дестабилизира дека и намерно денот кога биде од Опсева. Но ако ова информација земе како релевантна дека сака да кажа дека сценарио на русите било за дестабилизација на Македонија. Ако е земела првична информација дека пробале прво на 24. Тоа се нивни искази што си кажале дека иделе пробувале. Дека пробувале, да видат, значи направиле земат нам имало гужва и не успеале. За таткото ако е крив дека кажал дека Вања ќе иде сам, зашто во петокот пробувале они да ги земат, значи планирале Каде ги чека Лупчо Палевски Палчо? Кај Лукоил? Они сегде Палчо вози 5 минути пред нив. Почиња негде да се доближуваат едни до други, негде пред лептокарија, не, Карпо 4 бензинската. Таму негде во тој район, кај Мида, тука негде почиња да се доближуваат еден до друг и да возат еден позади друг. Што се случува кај Лукоил? Велите дека застанува, се враќа во трета лента вози колата. Празна е трета лента цела, значи он може комотно да си вози напред. Прва и втора лента се кола до кола застанати, значи редица. Он одеднаш се враќа назад во Рихверц, кога му дава некој наредба, не вози во таа лента, врати се назад, приклучи се во гужва, излезе да не биде сомнителен. Он се враќа со Цитроенот, се приклучува во гужвата. Позади во гужвата се приклучува. И ми падна сомнително, му реков одма на татко, Саше викам, ова ми е сумњо, викам, видимо трета лента, викам, празна, викам. Дури кај Мида, значи ако се врти десно, така? Да. Кон Александар Палас. Дали отишле од кај лептокарија Карпо 4 бензинската на Макпетрол или дали свртеле од кај факултетиве што се кај Мида, позади Мида тука. Позади Мида. Да. Мислам дека од кај позади Мида тука се отиден. Сега ако идат натака се доближуваат све поише кола до кола. Сакам да го демонтирам адвокатот на Палчо, тоа смешното вадење на Палчо, дека прво кажува изјава дали си поминал во Дебар Мало, не сум бил во Дебар Мало. После изгледа сваќа више дека е малце откриен, после вика, па бев и носев на мајка ми јадење. Ко прво мајка му живи у Глуо, не знам како ги носел у Дебар Мало јадење. Ко трето, кога видиш че гледа дека на камери, почиња да се вади, ја бев у банка у тоа време. Не бе, другар, ти си бил у банка у 11 саат. Убиството е направено у 15 за 9. Бил во банка, Хал банка, што е позади. Да, овдека во близина. Позади Боњаковец. Да, ама тоа не е проблем да ти дека бил во сега он завршува до 9 саат цела работа. Се враќаат преку Радишани Бутел, него знам таму од кај си иде. Се враќаат во партија во 10. Он ги брка тие измеќарите за Веле за било каде. Он намерно иде во банка да си направи алиби. У 11:42 му е платницата. Сега ќе отидеме у Хал банка, ако видиш некој гужва поише од 3 минути, чекаше. Оди са бајлето, кој што сам кажа во радио бар, ако не се лажам.
тука некои котли требал, нели тоа во исказите Да, што сме што ги кажу. што ги Све му е лагато. Све, од почеток до крај. Буце, си извинувам. Он треба си признае дека го извршил убиството, кој што си кажуваат и овие другите што биле со него, и да не мачи цела македонска јавност да ги држи неискушение, дека ќе се извади нешто. Кога сите сме убедени дека он. Дали ја барате малата Вања Ѓорчевска на македонско-косовска граница? Тоа беше првиот ден, јас се приклучив во истрагата од вториот ден. Таткото, само што му јавуваат дека исчезната Вања, прво пријавуваат во полиција со мајкава со Зорица, бараат да не удрена од кола, да не однесена во државна, во градска болница, 8 септември. Откој им кажуваат дека не е ништо, татково фаќа сам со колата, иде и наводно, една куќа исто тука во близина што е празна, кај што го дава последниот пат сигналот на Вања од телефонот, ја проверува влага внатре, наводно иде се дере, незиното име го спомнува. Па иде на Качанички пат, ама не вози по Качанички пат, туку стига точно до кај Палас, има гужва многу и кај Палас врти полукружно, се враќа назад, па иде Сарај, Ѓорче проверува. После некое време од кога се враќа, иде и во Рачино. Се надевал дека ќе сретне во кола. Се вклучувате ли вие во истрагата? Да. Имате ли телефонски разговори со некој за да ви каже дали не е однесе на Косово, Црна Гора се сомневате? Дали со некој сте разговарале телефонски да ви каже дали девојчето не е киднапирано од албанци? Прво што побарав услуга беше од Шеваљ. До душа не побарав услуга, туку човекот сам се јави и се понуди да помогне. Шеваљ Муареми, Да. што е сега во Дубај, Грчец. Да. Грчец. Преку наши пријатели дознал дека сме блиски со девојчево, се јави човекот, се понуди за помош, вика ќе го превртам, вика цело Скопје, тето Гостивар, вика ако е таму, вика ќе го најдем одма, вика ќе го вратиме безбедно. После некој време се јави човекот, кажа дека како што се распрашал дека никој не кажал информација ни дека ја видел, ни дека ја знае Вања. Продолживме сами да си бараме. Се приклучи од Save City, ги побара коливе, утврдеа дека цело време пикапот иде пред Citroenот. Еве ја логично прашувам Васко, Палчо вика дека осетил сумњиви коли, го следеле цело време со велешки таблици. Како испаѓа еве 3 дена претходно кај Романтик, па во Велес, па кај Велибор Манев пред куќа. Цело време го следи истата кола, него не му текнува да пријави полиција. Кој е тој нормален човек што ќе се вози низ Скопје, што ќе приметува дека цел ден кола го следи Велешка и да му се јави на адвокатот да му рече: "Ало адвокату, имам сумњива кола позади мен. Ја да сум во моментот, ќе застанам, ќе дигнам ручна искачање, кој сте вие луѓе? Што ме следите?" Или најнормално, тогаш имаше самит нели опсе, на секоја раскртница имаше полиција. Ќе застанам пред полицајците: "Ало, ме следи кола, утврдете кои се луѓе." Ви велите по тој телефон има многу работи, нели така? Го Да. почнавме интервјуто и дека многу работи знаете и дека ако сте ги откриле камерите за Вања, може да откриете многу работи што сакате. Да. Палчо е познат по бомбите. Да. И многу политичари и многу структури во полицијата или безбедносни структури или му помагале или биле блиски до Лупчо Палевски Палчо. Тој постојано се фалеше со близина со Зоран Верушевски Да. и неговиот син Александар Верушевски. Му помагале Зоран Верушевски во овој случај со Вања Ѓорчевски? Имали некои индикации, бидејќи ако вие на 29 ноември сте викнати во СВР Скопје, Да. во аеродром, војниот базен аеродром, и ве прашуваат дали таткото на Вања има куче Кангал, ве прашуваат за Лупчо Палевски Палчо, а еден ден после тоа на 30 ноември тој ја напушта Република Македонија. Да, оди во бидејќи Србија нема со адвокатот потерница. Васко од Битол. Васко Стојков од Битола, тоа значи полицијата знаела претходно Да. и некој може би му дојавил. Тој што му дојавил, всушност ќе треба да го расплетка, ако му дојавил целото клопче, каква е полициската подршка на Лупчо Палевски. Јас мислам дека Зоран Верушевски е сериозен човек и мислам дека не би го бранел во овој случај за убиство на дете. Мислам дека се некои посебни структури што се во МВР. Ке него секојаш доаѓа нели структури, он беше близок и со доста Димовска, беше близок и со Лазе. Да, па се збореше едно Еленовски. време дека биле дечко и девојка со доста демонски. Така тој вртеше некој приказ на братот на Лазе Еленовски, Лазе Китановски се извинувам, братот на Лазе Китановски кој беше нели прв човек на агенција за разузнавање
доаѓал секојаш кај Лупчо Палевски Палчо, значи имаше блиска релација со Млекце, популарниот од Куманово, секојаш беа блиски и така натаму. Да, само ја мислам дека Зоран Верушевски не ми се верува да го... Никој нормален човек не би го бранил, колку и да го поддржуваш и брат да ти и татко, мислам дека никој не би го бранил за убиство на дете 14 годишно девојче. Таткото го малтретирали во затвор, го тепали во затвор. Барали нешто да каже. Бидејќи гледате улогата на таткото останува, се извинувам Гоце, останува енигма улогата на таткото. Да, таткото, според моје мислење, мислам дека нема допирна точка, зашто и во Винделсвен го кажав истото, кога ме викна на сослушување, вика, кажи ни го мотивот. Викам, вие зимате плата тука, викам, вие треба да го знаете мотивот. Викам, ајде да кажете го вие вашиот мотив. Викам, мотивот наш е дека е од користолюбие, дека таткото умешан, викам, зашто така мислите? Вика, зашто Зорица имала стан во аеродром во Космофон зградата, после железничка. Вика, станот е продаден. Викам, добро, пред колку време е продаден станот? Пред година и пол или две, ми рекол. Колку пари е продаден? Викам, 100.000 евра станот? Не, 100.080. Викам, добро, е 80. Од 80.000 евра, викам, купила ли Зорица джип 25.000 евра? Вика, да. Останале 55.000 евра. Во тие години и пол потрошила ли за одмор со децата, за гардероба, за јадење, за пиење, за сметки, за било што? Сигурно уште 5.000 евра. Викам, еве, да. Остануваат 50. И викам на Винилката, ти имаш ли деца? Вика, да. Би си го продал ли, викам, ти твоето дете, викам, за 10.000 евра? И ме гледа, вака, вика, како да ли го... Па викам, 50.000 евра стануваат во случајот со винети четворица психопати и таткото. Испаѓа 50.000 евра, кој ќе ги поделиш на 5 души по 10.000 евра. Вие бисте го продале, викам, собственото дете за 10.000 евра. Ме гледа, па не знам што е работа, дај, кажи, најди ни го мотивот, ми вика. И добро, кој е мотивот, според вас? Мотивот не знам, јас сум убеден дека Вања не е земена по грешка, туку тој ми е одбрана да се извадат, мисла дека на суд ќе поминат полесно, демек не сме убиле еве девојче, по грешка сме ја земале. Зошто би ја земале? За пари, мислите? Ја мислам дека Палчо има земено, мислам дека Палчо верувал дека татко на Зорица, времето кога бил на Царина, нели кај нас такви гласини кружа, демек еве кој е на Царина, направил милиони со шверци, со мерци, со овие. Зорица е керка единка и мислам дека Палчо му се вртело глава дека цело наследство од татко и демек што ги украл парите, а Ванчо поштен човек беше, мислам дека се вика овој состани кај Зорица, ќе киднапирам детево, ќе земам пари. Мене ми е чудно зашто го биваат детево, кога сваќате еве кој што кажуваат по нивен исказ дека е грешка. Ако е по грешка, телефонот е скршен. Врзи ги рацете, отидете си вие со колата, оставете пешки девојчево да си отиде додека стигне до главна улица, они имаат време, саат време да избега. Зашто да ликвидираш? Фамилијата на Зорица Ѓорчевска или на Зорица Лазаров, како е родена, ја обвинува фамилијата на Александар Ѓорчевски дека се виновни за смртта на детето. Веројатно двете фамилии во моментов и не се во некои најдобри односи или се... Тоа се види и на погребот. Највише крива полицијата за тоа, зашто ја напунија главата со непотребни информации. Никаков доказ нема за татко, ни дека зборел со Палчо, ни дека се знаат. Едно време го слушам инспекторон лаже тој Музафер Каришич на суд. Јас сум им рекол дека Саше бил оснивач на партијата Десна, дека сум бил на претрес кај нив дома па уште првиот ден на станот. Нит сум изјавил некојаш дека Саше бил во партија Десна, нит дека е оснивач, нит па сум бил на претресот кога го правеле дома, зашто кога се прави претрес дома, влагаат полицијата и мора да има еден сведок од комшиите или од собствениците на станот, поише луѓе да бидат за да видат да не подметна нешто или такви работи. Ја ако сум бил сведок во станот кога е правено, ќе имало записник и кај што пишува сведок ќе сум бил ја подпишан со моје име и презиме. Ај вака се да резимираме. Александар Ѓорчевски и Лупчо Палевски Палчо не се познаваат според нас. Не само според мене, еви според доказите ги нема нигде ни дека разговарале, ни дека се видел. Александар Ѓорчевски не е еден од основачите на партијата Десна. Не. Го нема во списокот на основачи. Дали мајката Зорица Ѓорчевска се знае со Лупчо Палевски, мајката на Вања Ѓорчевска? Па тоа не можам да ти потврдам со сила, валјда ако биле комши во иста зграда, ако живееле, могуче да се познаваат, не можам тврдам, јас знам од гласини, од Facebook што сум читал, ама тоа пак исто кажам, такви... Тие се разведени мајката и татко. Да, разведени, па демек еве
биле во љубовна врска, па демек Зорица му раскинала на Палчо, па Палчо Тоа за мислам дека монструмите последно ќе го употребат. Дека ова што сега се обидуваат по медиуми да се појавува, да ја раскажуваат приказната, биле двајца, биле тројца, биле вамо сенка се гледала, вамо не се гледала сенка и така натаму. На крај тоа ќе почне да го зборат за да Они намерно пуштаат поише причи во оптек за да дефокусираат јавноста, сакаат да го долговечат судењето и господа демек не место. Палчо сега ќе ти кажам еден муабет, командири од Шутка ми кажа, Палчо кога го вратили од судење вика, на тој Гоце ќе му направам демек ова на Сокол и на Оливер Спасовски. И викам, ај зашто мене, вика демек сте го наместили. Како можам ја да го наместам Палес? Ја не сум имал ни полиција, ни суд, ни обвинителство. Единствено ја што сум го открил било возилото Цитроенот. И се закана од Гоце? Само од тога што ја не сум плашам, ја им кажав и на суд, ја влегов одма прво кажување, на зашто ги кажав, ја немаше не ги кажам. Ја ги кажав зашто ми пратија тужба и кривична и парично да ме гонат заради тоа што сум ги врегел на Фејсбук. И немаше ни да се пожалам на суд. Ама еден од командирите, пријател мој, ми рече, кажам на судија дека си имаш закани. Само што влегов внатре, викам судија, добар ден да ви кажам, имам закани до ова психопативе овдека. Почнав мислам дека и пцујав малце и викам ја не сум ни Вања, 14 годишно девојче, не сум им ни Палчо, Панче Жежовски, викам да им се плашам. Палчо ништо наведна главата доле, зашто го слушам со Страшевски, нешто се конфронтирале Палчо и Гоце, Палчо надоле му беше главата цело време, намерно го гледав во очи и го провоцирав. Стана само адвокатов и ми вика, а зашто психопати и ја ли сум психопат? И ја му викам, ти си најголем психопат, викам, што за 2000 евра браниш убици на деца. Ништо, седна на судијата, му викам, барам да се исфрли сведокот за недолично однесување, ја му викам, не искачам со судијата, вика, не може да се исфрли, вика, јас сум тука тој што ќе каже, ала он нека му на судијата. Прав мангу. Палчо остана, бараме твои земања на судијата. Судијата му вика, не може, ќе продолжи сведочењето. Палчо ниедно прашање не ми постави, освен дали сум комуницирал со другар ми Сокол на Вибер и демек муабетот било, дали ти си му кажал на Сокол дека сум бил очевно, не знам каква врска има со истрагата тоа. Дека Вања е негово вонбрачно дете. Да, вонбрачно дете. Каква врска има тоа? Повтора, не знам од кај му се информации. Ја може да сум пишал со Сокол, стварно не памтам, но може да сум пишал во Фејсбук, викам, види будали, викам што пишуваат, дека Вања му била ќерка на Палчо да се смееле. Работел Александар на градежните објекти на Лјупчо Палевски Палчо како контролор, нели, овие што контролират, што се шефови на смена, нели тоа беше една шпекулација? Јас мислам дека не, зашто работеше во Фершпет дугачко време, па отиде во Кометел, па пак се врати во Фершпет и после тоа си даде оставка од работното место за да им се посвети на децата да ги чува. Значи он не работеше, децата само ги чуваше. Да. Значи немаше пари, немаше финансиски. Па финансиски, човекот си седи дома, не го интересира ништо, само компјутери, телефони, бела техника и цигари да има. Не го интересира, не е трошаджа некој да искача, значи, да се луксузира. Не пиеше, не се другираше последните 15 години. Ни пак, што пишува, коцкар бил, дужен пари бил, вака бил. Ко прво, ако му требале него 10.000 евра, тие што вика дека ќе ги земал, ќе продал стан, ќе го заложил станот, било што ќе направил. Гоце, мајката верува дека таткото учествува во грабнување или убиство на детето? Јас со Зорица немам контактирано, само тие недела дена ја гледав. После тоа Зорица, вајда од страв се изради другото дете, Зорица прв братучет е земен со моја братучетка. Пишувавме со братучетка ми што се деси, како се деси, она вика, еве си седиме вика со Зорица, вика уште не ни се верува, вика како може, вика за Саше, вика ваква работа да испадне, вика баш тоа збориме, вика колку беше грижлив за децата, ќе закашлаше едната, вика одма зимаше, трчаше со кола, ја носеше во болница, вика. Зорица не може сама да... Да, не може да поверувате. Сега... Не може сама да живее од страв. Да, тоа да. Па најнормално, после ваква дешавка, и маж да си не би можел да издржиш, а не па жена. И вие сметате дека овие монструми или мексикански клан учествувале во целата оваа операција? Да, не мислам да го тврдам дека се они умешани, дека се убиците. Мислите, мислам дека Лјупчо Палевски дека директно има ликвидирано и Панче и Вања. Зашто овие други измеќари му биле подчинети и не смеле да мрнат без негово знаење нигде. Са што си има исклучено човекот за да направи такво лунокрвно убиство? И знаеш што ми е сумњиво исто од цела изјава? Кажуваат, го отвараме гепекот со Вања.
гледаме, Вања дека малолетно девојче, Палчо ја прашува како се викаш, она вика Ѓорчевска. Вања, како се презиваш? Ѓорчевска. Ја вадиме, вика, од кола и одлепуваме лентата и Палчо ја прашува кои се баби дедо. Па чекај, како во гепекот со лента на уста зборела, она за да каже Вања Ѓорчевска. Кој сака ќе му залепам лента, не може. Моцен им има логично со нивните изјави, иначе дека се они. Само не знам дали и они биле под стрес од Палчо што ги толку хладно крвно ликвидирал. Тие има едно веќе убиство. Тој на Панче Жежовски. Да. Така што Ја мислам дека биле под стрес цело време и дека тие од страф у тие момент не ни памтеле овој дали бил кај лозијата, овој дали бил пред гепекот, овој дали бил таму. И мислам дека ни овие две убиства не се први убиства на Палчо, мислам дека и претходно има. Дека претходно има правено. Дека има правено некои убиства и претходно. Па видите да. Толку ладнокрвно убиеш 14 годишно дете, да седнеш у Трента на YouTube да си водиш емисија да расправаш за Русија и за Украина за војната. Не можам, и не знам што да кажам. Во четврток да бегаш во Белград, да ги лаже сите дека одиш на преглед на кичма, на операција на кичма, не одиш таму, па од Белград одиш во Турција, во Истанбул. Во која направив белјата кривичното дело со кафичот. Зашо не бегав ја, во моментот бегав за месеци стварно, ама си се вратив, си признав дело. Зашто онако бил прав, зашо не се вратил? Ало, да, еве сум местните, ајде да се докажеме, извадете вие докази, да ја ги извадам све. Он бега, па се враќа од таму со бомби, со разговори, мисли ќе му палат тие форики, дека ќе уценува луѓе, дека во целата приказна имате ли нешто што ви штрчеве, на пример мене адвокатот што го носи во Белград. Овој што го носи од Белград во Истанбул го става 30 дена во притвор, овој што го носи во Белград го слободуват. И ја мислам дека да нема никакво. Тука има малце пропуст, не знам по која линија Васко е ослободен. Ако знае, најмалце ако ништо друго требаше му се даде 30 дена притвор да се провери барем приказната што ја дали е умешан, дали изнела не. Они го викаат пола сат на разговор, умешан се, но не сум, по кој е будал да кажам. Ако на 29-ти ве прашувале Музафер Каришич и Дејан Димовски, дали чува таткото Кангал, кој е Лупчо Палевски, дали знаете нешто за Лупчо Палевски, значи тие точно знаат кој е Лупчо Палевски. Значи е во кругот на осомничени. И тој ја напушта државата без разлика дали има потерница. Треба да бидат одма стопирани, да не е умешан, чим сумњаш више во него, треба да го пратат луѓе да го следат. Кога гледа дека проба да напушти државата, требал да биде одма уапсен. И он, по моје мислење, дека требаше и на адвокатот да му се даде 30 дена притвор, додека не се разјасни цела ситуација дали е умешан или не. Ова, МЦМЦ зградата, нели? Да, МСМ што е зградата, тоа ми е индикативно. Тука човек се наоѓа, покажавме нели тамо. Да. 10 на таа фотографија 10 минути седи, доаѓа до пола пешачки премин или да оди кон фонтаната кај што стаке службите, се враќа. Цело време разговара на телефон, гледа во правец на баш 7:30 минута кога завршува тој работата и он се качува во кола БМВ, сребрено или сино БМВ, доаѓа и го носи вамо. Го носи на кај хотел Канет и дека више натака на кај хотел Канет на насочно вртат одма десно. Зашто он дојде од кај влада? Зашто не би свртел од таму да иде одма му е поблиску, да го врти вака цел круг? Да не може го фатат, пошто знае, предпоставам дека знае каде фаќаат, ова е камера. Трето, ова камера што овде, што гледа централно. Што треба да овие камери од спротива, што треба. Не фаќат влезот на куќата, фаќат 30 метри десно и фаќат овде доле на Умновски. Нигде не фаќа влезот, не се фаќа ни десно 20 метри, ни лево 15 метри. Првата камера што фаќа, значи влезот е тука, првата камера што фаќа е вака, значи на 15 метри, кој ќе влезеш по Наумновски Борче на 15 метри. Тој е интелигентен, ама не е толку интелигентен да ги знае сите овие работи. Да знае дека возилото не е пријавено во Safe City, дека може да го користи велешкото возило со велешки регистарски таблички. 2 дена, 3 дена да го паркира по Скопје, да го вози по Скопје, да има проба петокот на 24-ти. Не знае како се наместени камерите. Не знае како да е осомничен или да се сомнева, или да нема да нема официјална потерница и наредниот ден да ја напушти Република. Видите, тука смрди на учество на полициски структури. Тоа 100% сум сигурен, кој ќе си го вратам од сега филмот, тогаш уште бев во шок што се деси. Можам да кажам дека кога дознав за смртта, дека поише плачев него за роден татко. И мислам сега кога што си го враќам филмот дека тука су мешани служби наши, а мислам дека и некој од обвинителство. Му ги има давано изјавите од сите сведоци, знае ја и Сокол што сме збореле на Вибер или на WhatsApp, на било која апликација, не знам како може да дознае такви работи Палчо, што е осуден за 2 лица за убиство. Гоце, имате нешто да кажете, саат и 52-3 минути разговараме.
За крај не можам ништо да кажам, само можам да ти се извинам зашто во претходната епизода кажа дека сум те навредил или сум ти заканувал пред. Гоце, знам колку- тоа е норма, не сум бранко. Добро, нема врска, моје да си се извинам, тоа е цената. знам дека сум малку импулсивен и дека тоа било во ефект и еве сакам пред цела јавност да ти се извинам за тоа недоразбирање. Кој јас би се плашал од заканување, не би се бавил со професија, да се Така е. да се жив и здрав. Фала ти и фала што ми дозволи Фала на искреноста. за Што ја вистината кажа- да слушне цела Македонија. Фала на искреноста што ја кажа овие работи. Тешко е нели ова да се каже, Да. тешко е ова да се објасни. Се обидовме нели во сати 52-3 минути не да направиме реконструкција, туку да го осветлиме, да фрлиме светлина на тоа што се случувало таму некаде ноември месец 27 Да. И да се надеваме дека татко ќе го ослободат после сите травми. А ја реков дека ако испадне дека е умешан, дека е крив, треба да одговара пута 3 од казната што ќе ми ја дадат на овие мексичкиов картел. Тоа имам само да кажам и да не мисли јавноста дека го бранам. Туку оставам на судот и на обвинителството да си докажа дали е крив или не. Фала многу. Жив и здрав. Фала ви на вас. Се гледаме и ако дојди моментум, можеме да направиме и со адвокатот. Вие се надам дека ќе Да. излезете, Па ја би сакал да се соочам, дури и со инспекторите. Ќе излезете од Да. од притвор, се надам дека тоа брзо ќе биде направено и дека можеме да направиме една тркалезна маса или една дебата Да, со помодно адвокатот и- Јовица Страшевски, кај што овие сите аргументи ќе можете да ги Еве ти соочите гарантирам на- дека нема да бидам таков изборлив како во суд, туку ќе збориме со смирен тон. Ќе се докажуваме. Ја и адвокатот, а ти ќе пресудиш кој лаже и кој не лаже. Дури би нашол и детектор за лаги да не поврзеш двајцата, да гледа цела јавност кој е во право. Адвокат на детектор на лаги не се става. Па, Тие кој не би лажеле, не би се бавеле со Да, тоа не да. би се бавеле со таа професија. Не мислам на Јовица Страшевски, мислам генерално како Да, за сите како професија. адвокати. Фала многу, Гоце. Се најдобро, живи, Фала здрави ви и се на вас, гледаме. Исто, се гледаме. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Гоце Трајковски, јас сум Васко Кестов, почитувани гледачи. Благодарам за довербата, мислам дека ви се допадна овој интервју. Нова емисија ќе имаме на 27 април. Ќе направиме пауза за Великден. До 27 април и до емисијата во вторник за мембари, односно мембаршип и политички анализи. Пријатно вечер, Македонијо, каде да си.